Здраво на сите, денеска имаме доста подолго видео заради тоа што сношти пред неколку часа направивме на живо AMA, каде што се разговараше за доста теми, за криптобезбедност, за цени на едно 10-15 различни токени, колку би оделе нагоре надолу, за yield farming, за криптонодови и исто, тоа е околу час и половина и последните 30-40 минути имаме еден добар дечко кој што дојде и ни одржа една лекција за крипто, за борови и лендинг на Solana. Ве молам, изгледајте го видеото до самиот крај. Споделете го видеото колку што може повеќе за да се едуцира колку што може повеќе народ. Треба да му помогнеме на сите. Каде што разговарам за yield farming, каде што објаснувам, ве молам, изгледајте го тој дел 10 пати ако треба. Се објаснато внатре. И не заборавајте, ништо тука не е финансиски совет. Почнете да играте, видете дали ви фајча кликеро или не едноставно. Ако не ви фајча, се окей. Ако ви фајча и ако имате прашања, слободно пишете долу во коментарите или најдете ме на Телеграм, одговарам на секој оној еден кој што ме контактирал. Уживајте во видеото. Почнуваме. Вака, здраво на сите, тука Филип. Ово видео ќе се снима и ќе го пуштиме сигурно утре. Може би малку ќе биде подолго денеска, ама ќе донесеме доста теми кај што навистина вреди да се слушни и да се научи. Имаме тука исто еден другар од Охрид, кој што на крајот ќе донесе едно 15-20 минути за borrowing и lending. Ќе фатиме повеќе теми. Значи тука ќе фатиме теми, ќе имаме за безбедност, ќе имаме за токени колку би оделе горе долу, не мислам нагоре или надолу, ќе имаме за long hold наспроти yield farming, ќе имаме за yield farming, ќе имаме за нодови и сите тие други работи. Океј, ве молам, ако некој зборува само слободно нека пиши или нека каже нешто и може слободно да зборувате ако треба. Евака, тука сме, thanks брат, добро, се за фарминг. Горе на плавото стисни. Добро. Ако некој сака да зборни, стегајте на плавото и зборувајте, ако имате прашања, прашувајте, пишете, ќе ги погледнам или слободно уклучете се. Океј, да не должиме многу безбедност. Значи, првин гледајте се. Сите сме во крипто за да направиме пари. Чекај барем да се гледам себе си, оти малку ми е тупо ако не гледам никој. Евака, значи сите сме во крипто да направиме пари. Сите имаме различни стратегии како да направиме пари. Buy, hold, trading, mating, yield farming, нодои, трейдинг, мим токени, еве некој еден зборуваше сака нод да купи за 50.000 фантом и сите тие други работи. Секој си најдува начин. Најголемиот проблем и најболното нешто е некогаш да се разбудите и да имате нула на сметката. Значи, ми се случило тоа мене 3 пати до сега, по различни начини, нема тука да ја тупам како и шо, но ве молам, земете ја безбедноста на криптото многу сериозно. Што значи тоа? Значи, ако некој некогаш ви пиши и се случува нон-стоп, ако ви испрати порака на емайл, посебно на Твитер, посебно на Телеграм, некој линк, што и да ви пиши, еден куп скемој што се преправа како мене, како криптогимиджи или како не знам кој, игнор, бан и репорт. Значи, на сите, не одговарајте на ништо, специјално немој да даунлодирате ништо, ве молам, од срце. Океј, одиме на второ нешто. Никакви линкови, ништо не симнувај. Друго, имајте антивирус. Немојте беспари антивирус. Стрикно ви препорачувам платен антивирус. И правите она full scan секој ден пред да завршите full scan на компјутер. Значи обавезно, тоа одзема 5 до 6 минути. Може да работите на крајот да си прави цел scan. Мене ми е автоматски направено. Од Malwarebytes мислам дека ми врти на секој сат или на 4 сати, а од Norton ми врти еднаш до 2 пати на ден full scan. И еднаш неделно прам има ептен она најдип scan, што е кога ќе правиш рестарт и да се го скенира, тоа зема околу 20 минути. Значи тоа е многу е битно. Друго нешто, користете Ledger или користете некој cold storage. Ако вие не користите и не се заштитите, може да ги изгубите сите пари. Ако имате повеќе од $500 ако си играте, значи обавезно купете Ledger. Ако играте повеќе од $1,000-2,000, купете друг компјутер и чувајте ги парите таму и еден компјутер само за играње со крипто ако треба, ако имате повеќе од 4-5,000. Ако имате крипто за чување, земете еден Ledger. Ако имате повеќе пари од таму $500,000. Ако имате крипто кај што играте секој ден, кај што трейдате, кај што купувате, кај што продавате, yield farming, сите други работи, купете уште еден Ledger. Јас имам 4-5 еден куп, нек ни Zero еден еве го, на Black Friday не е ни отворен, стои тука, тоа ми е за emergency, нешто ако стане. Оти гледај се, бев сега во Сингапур пред неколку месеци и си заборавив 2 Ledgeri. И кога си дојдов тука, сум разбрал дека сум ги заборавил. Сега таму се да чукнам во дрво уште не се хакнати, што е добро, ама се требаше да префрлам на друг Ledger и добро што имав еден вака на страна, за да можам најнаш да префрлам се и ако имам некој нодој таму си останаја. Но ете, тоа е тоа. Дај да видам што сум пишал друго.
Да, кога ќе добијате некои лажни токени, NFT, airdrops, игнорирајте се, немој да кликате на нешто. Некни еден тука еден македонец ми вика, јас се бев скемнат, си направи yield farming и кога ќе правиш yield farming, кога ќе креираш позиција, добиваш NFT. И него одма автоматски бото има што те следа кога ќе направиш некоја транзакција и ти праќа одма лажни такви NFT, човеков кликнал, оти пишал claim your NFT, не знам што, и си кликнал, си мислел airdrop е не знам што, и сите пари му исчезнаа во истата секунда, таму $500 си изгуби. И стварно е жално, и добро што ми кажа за да можам да ви кажам. Добро, игнорирајте free giveaway, да, free NFT, добро. Да, исто, кога ќе одите на некоја веб страна, кога ќе имате cookies и кога ќе вика accept cookie или reject, никогаш немој accept да правите. Исто, clear cookie, еднаш таму 2 пати неделно одите на сите clear cookies, значи без разлика да треба пак да влезете логин пак со вашите нели информации, email или пасворд, значи правите clear cookies за секојаш, не во последните 24 сати. Значи тие се неколку работи што мора да ги применувате секој еден ден. Океј, дај да не гледам во камерава, да се гледам себе си. Вака, добро, одиме во второ нешто. Така, ако има некои прашања тука за safety, слободно кажете, да не пропуштам некој, да видам. Нема ништо, добро. Се слушаме. Може само некој да потврди дека се слушаме? Се слушаме. Фала многу. Добро. Одиме понатаму. Ајде сега, одиме директно на токени. Сега, дај да видиме, да зборниме. Сега, нек ни пуштив едно гласање, и во гласањево, за жал, имаше, еве го гласањето, значи безбедност во крипто, што доби, па речи си најмалку, мислам, што најмалку, тоа е најважно, значи тоа е најважно. Пак ќе кажам, пред 2 години се разбудив, одам во End of Ledger, кај што имав таму околу $8-9,000 и гледам 0,00000. Знаете колку е болно? Многу. Немате представа колку е болно, значи многу е болно. Значи, заштитете се. Revoke и Disconnect, ќе одам после тоа ќе ви покажам. Обавезно, кој да користите секој еден ден со Раби воле, значи обавезно Раби, MetaMask јас го неичам, Раби го користам, поради што е 50 пати полесен за користење. И Revoke и Disconnect секој еден ден, после секој користење Revoke и Disconnect на секој на MetaMask или Rabi или Phantom Wallet, на секој wallet кој ќе користите, морате да направите Disconnect и морате Revoke ако има за Revoke. На Solana нема Revoke. И на SEI, на SUI. Сега, поставив тука еден пул и во самиот пул поставив прашање што сакате најмногу и најмногу се добија за токени колку би оделе нагоре и надолу. Океј, ајде сега да одиме за токени и криптонодои. Криптонодои победило. Браво, криптонодои победило. Вау. Криптонодои, токени колку би оделе нагоре и надолу, long hold versus yield farming. Тие сите три ќе ги опфатиме, исто ќе опфатиме за base chain, за yield farming на base chain и нешто за ќе додајме од охриџанецо за borrowing и lending. Сега, одиме за токени колку би оделе нагоре и надолу. Значи, како што гледам, повеќето тука од вас се холдери, тоа што значи дека чувате токени за подолг временски период. Маркетот во моментов експлодира, да не се лажиме. Ако некој ви каже сме на почеток, не сме на почеток. Јас сум па мислам дека горе-долу 1/3 или 1/2 од бул маркетот сме веќе внатре. Секој си има различни критерии и секој си има различни тези, да го речеме, нели, колку би одел маркетот нагоре. И треба секој да си следи нормално повеќе јутубери, за да добиете повеќе информација. Никој нема да ви каже колку ќе биде топ на биткоин. Никој нема да ви каже кога ќе пани биткоин. Мислам, секој може да каже, ама никој, многу е ретко некој да го погоди. И затоа една од најдобрите стратегии е DCA нагоре и DCA надолу. Тоа е скочој надолу купуваш, а скочој нагоре си продаваш помалку. А скочој надолу си купуваш. И сега нек имавме еден добар пулбек. На биткоин не се осети многу и мислам дека на биткоин пулбек нема да има по 20-30, таму по 30% како што се случило претходно, дека ама пример на другите токени, пример еве да го погледниме Cardano, еве да го погледниме Avalanche, Chainlink, да видим Chainlink експлодира, добар е кој SUI, кој што сакате кажете, ќе ви ги погледнам сите. Еве од овие да ги погледниме од овие што се горе, еве неколку. Гледайте, са некни што се случи. Некни кој ќе појдиш, имаш еден пулбек од Cardano беше на 1 и колку дојде? И 20 и нешто, дојде до $1. Значи 20, околу 20-23-4% пан на Cardano некни. Тоа беше сега пред неколку дена. Да видиме за AVAX. Колку пан на AVAX? Појде до 54, пана до 44, 20% горе-долу, 20 нешто. Chainlink, да видиме колку појде, Chainlink ич не појде. Тој само појде, еве, овде беше горе, колку беше 26, пана до 22, 10, 20, пак 20%. SUI, не знам дали имаше pullback SUI,
овде беше суи, ништо, 4,20 до 3,70, пак добро е, 5-16%. Да видиме хедера. Колку поиде? Од 36 до 28, пак, значи горе-долу имавме 20-25% на повеќето токени. Овде изборуваме за large market cap. Ајде сега да видиме, знам дека многу сте интересувате колку би оделе нагоре. Пред неколку недели направив видео, какај ми е YouTube, да? Не, тубари. Еве, не, чекај, имам кај сум YouTube. Чекај, тука сум. Пред неколку недели, тоест пред 10 дена направив многу добри две видеа. Направив две видеа. Чекај само ако ќе се зафркавам тука. Направив две видеа за крипто цени. Алекс Бекер, I'm selling. Ајде да видиме што се случи. Еве женски ако сакате да гледате. Вака са, пред 2 недели направив многу добри видеа каде што објаснував. Чекај малку, зашто вака ме зафркаваш? Ајде не ме зафркавај. Само момент, дечки, извинете. YouTube одев. Добро, на моите видеа треба да појдам. Добро, playlist, your videos. Не, пак тука. History playlist, или јас сум нешто закочен денеска, или сум стварно закочен. View your channel. Тука бевме. Добро, фала Богу. Добро, направив две видеа каде што ги дадов моите информации за колку би оделе стварно токените и тие се, ете тука, Real Price Prediction за Solana, Sui, Cardano, Caspa Injective, или имаше и прв дел и втор дел, исто тука давив за Ethereum, за Bitcoin и уште неколку, значи за 6-7 токени. И мислам дека моите предикции тука се стварно горе-долу, уште се држам на нив. Како пример, сега си напалнив. Ајде да почнеме со да се вратиме назад на Ethereum. Со колку било биткоин? Ова е според мене некоја си анализа што јас ја мислам. Значи за мене една од најголемиот индикатор за мене тоа што го гледаме биткоин доминенс. Сега колку би до биткоин доминенс нагоре или надолу, тоест надолу. Биткоин доминенс во овој момент е 53%. И јас, тоа за мене многу е важно. Биткоин доминенс во 2017 падна од 60 и нешто проценти до 37, до 35-36. Во 2021 на минатиот bull market падна до 39 некаде, дојде до 40. Тоа значи дека се зголеми за 3-4%. Ако и ова година сите очекуваат дека биткоин доминенс ќе појде околу 30% минатиот bull market. Но не се случи тоа. Зошто? Затоа што многу луѓе, затоа повеќе инвеститори доаѓаат и повеќе инвеститори инвестираат исто во биткоин. Сега значи пак ќе кажам, секој јутубер, секој аналитичар си има свои тези. Тоа е едно од моите. Јас мислам дека според мене биткоин доминенс ова година дека ќе дојде до 43-44. И тука ќе остане, повеќе нема да паѓа. И сега во моментов е 53, беше 60 кој беше Трамп избран, мислам беше 60-61. И не мислам, според мене кога ова ќе дојде биткоин доминенс на 48-47%, јас почнувам да земам профити. И сега според мојата математика, ако биткоин доминенс спадне до околу 40-42-3%, 43-4, мислам дека Ethereum би се качил до околу 7-8 илјади. После мислам дека XRP, не мислам дека ќе појче од 5-6 долари. Знам, многу го сака XRP, сите тие работи, ама да ви кажам, не. За мене, многу емоции ми се иставени од претходниот bull market, заради тоа што изгубив многу со тие емоции. Hold to the dear life. Чекај малку некој тропа да видиме кој тропа, само момент. Добре, тоа кој ќе работи, кој ќе имаш деца. Сега, последниот bull market, ви викам, се изгорев многу пати и имав многу емоции. И тука беше најголемиот мој проблем, затоа што дигиталните пари ви се дигитални пари. Се дур не искеширате, тие се само бројки. И вашето портфолио ќе оди горе или долу, како што видовте пред неколку дена. Беше супер и видовте за 15% до 20% на некој повеќе, вашето портфолио оди надолу. И сега немој ти да ми кажеш, мислам, според мене, гледај, значи, zoom out, кога, како викане, when you doubt, zoom out. Еве јас направам zoom out, значи, многу луѓе гледаат тука. Вау, колку е јако, еве има pullback, а јас го гледам вака. Значи, примерно, ова е пример за XRP. Без лутење, ако некој си е фан на XRP, супер, XRP си е супер продукт, браво, сакам да успее до 100 долари, ма реалноста според мене нема да појче од 5-6 долари. Тоа според мене, сакам да сум во грешка, значи сакам да сум грешка. Значи, може ќе појде до 10 долари, ама може по неколку години. Целта е дај да направиме сега, другава година, во наредните 3-4 месеци. И сега, гледайте се,
беше $3 и само колку беше, нели, на последниот bull market 3 нешто долари, еве го 3.20 некаде. И сега веќе дојде до 27.80 неки. Гледате колку е права линија. Дај да видиме друг Cardano. Дај да направиме зум аут на Cardano. Дај да зумираме зум аут. Cardano има уште да расте. Значи, според мене, мислам дека одиме надолу, нели, одиме на Cardano. Cardano мислам дека ќе појди околу, ќе го помини ова тука, оти овој што е Чарлс Хаскинс, нели ќе оди да работи со Трамп. Мислам дека би пошло па до кај $5 до $6. Поиќе мислам нема да оди. Тоа е за Cardano. Тоа е според мене. AVAX, овај сум малку сум поиќе булиш, мислам дека ќе стигне all time high нови и што се уште имаме време за раст. Значи беше околу 140, еве го тука, значи имаме колку 2,5x од тука, но ми се надевам да го надмине тој и да стигне до околу 150 до 200, нема повеќе од 200 доди, тоа е според мене, пак ќе ви кажам. Еве нек имаше добар малку pullback и еве го сега пак оди нагоре. Океј, одиме понатаму. Chainlink има многу хајп за овој токен и сакам да оди над $100 и мислам меѓу 100 и 150. Минатиот пат стигна до 50, тоа е само горе-долу минус 40% од сега. Мислам дека ќе појде 100-150. Суи $10 до $15, има многу адопција, сите тие работи, ама има толку инфлација што ќе ве заболи главата ако мислите од Суи. Мислам дека во наредните 6-7 месеци ќе ги земам сите профити колку и да е. И после може да си купам назад крајот на другата година или по другата година кога ќе има голем пулбек, од има премногу инфлација. Има многу хајп за овој токен, $10 до $15 ќе биде топ. Тоа го кажав кога беше под $2. Хедера, гледате што се случува на Хедера, експлодира. Нек не сакав да одам малку на лонг, ама ко направив зум аут, се исплашив. Значи Хедера од 0,05 центи појде до, значи 600% во моментов ап. 6x. Сега вие ако мислите дека Хедера ќе оди до $6, мислам, ајде дај малку да бидеме пореални. Да, супер, дај Боже, супер. Ама нема. Мислам нема. Хедера, мислам дека би пошла до некаде $1. Според мене $1.20. И супер е, многу работи пра, сепак зависи од партнершип, сите ти работи ама 3-4x од тука макс, значи макс. Добро, одиме понатаму. Nier сум многу булиш на Nier, го сакам Nier и Nier мислам дека е многу undervalue. Мислам Nier треба да биде $100. Мислам, но пореално да стигне до кај $50, но 7-8 до 10x, мислам дека е можно ова година, мислам другава година. Се надевам. Значи, држам доста Nier и ги сретнав на секоја конференција, можам да ги видам. На секоја конференција Chainlink ги има, други кои ги има, Aptos мислам еднаш ги видов, други ве ги немам видено. Aptos да видиме, Aptos на Max, ако гледате имаше еден пик, втор пик, сега мислам дека и 30 $40 би стигнал и се надевам да сум во грешка, но 3x некаде. Оти гледайте, може беше 5-6x, ама од ова цена. Ама колку ќе оди нагоре, веќе се намалуваат. Добро, дали сакате некој друг токен да видам, да оставете во чат? Фантом, Фантом. Да, Фантом обавезно. Да, добар. Пишете ги долу, ќе ги видам за Фантом. Фантом, да, сега му излегува Соник, нели излегува сега за 10 дена треба да е Соник. Чекај, кој беше 30 или беше некаде, кај беше? Кај замина Фантом. Чекај, еве и Каспа може да видиме, Алго еве ќе го видиме. Оптимус може да го видиме. Injective, тој е многу добар. Ондо има многу потенцијал, иако немам ниту едно. Виртуал веќе толку пати го испуштив што веќе сега нечам да го гледам. Охриџанецот го знае за тоа. Го испуштив 60 пати. Овие ви се сите што ви кажувам малку нели по blue chip токени. Фантом ако појде до new all time high, мислам дека треба да го помини без проблеми. И се надевам да стигне $5-6, значи 4-5x од тука. Се надевам ако тоа сега што го носа со новиот Соник, нели што ќе го смениме тоа во Соник. И мислам дека го заборав како се викаш главниот Фантом, али ако сето го извини? Кажа нешто? Не, добро. Ако Фантом се го реализира сето тоа што треба да се реализира, мислам $4-5, $6, мислам дека не би требало да се никакви проблеми, па и повеќе. Фантом е многу добро токенче и се спрема, ако излези ова што е Tomb Fork, минатиот пат имаше Tomb, имаше над 50-60 милиони и повеќе инвестирано. Тоа е многу јако за играње, за yield farming и сите тие работи. Тие што знаат како се игра Tomb Fork, овие што се, тоа е топ. Тоест, таму беше првиот Tomb. Одиме на Каспа малку сум разочаран, малку поиќе, држам доста Каспа и мислам малку да подпродам, да влезам во некои други. Каспа се надевав до $1 и нешто, али мислам дека ќе биде едно 5-60 центи да ти кажам. Зависи од Tier 1 Exchange, оти неќе да плата на речи ги на Binance или на
кој беа на Coinbase сите тие други работи, али чартов на Каспа е еден од најубавите чарти што можеш да го видиш. Ова ти е перфектен чарт без VC, без внатрешни препродавања, значи ова ти е перфектен чарт тука што можеш да го видите. Гледате го, перфектен. Сега одиме што и рековме, Algo да го кажеме, Algo има доста добар потенцијал, Algo има стварно добар потенцијал, па мислам дека треба да стигне окей $3-4 на 7-8x, се надевам да стигне, има добар потенцијал. Algo, Optimus има доста добар затоа што работа добро со Base и Base како што мисла да интегрира над милиони нови луѓе, ќе влеза во Base, а Base работи со Optimism, извини. Така што мислам дека Optimism дека треба да стигне нов all time high, така да 7-8-10, може и повеќе долари, значи 5-6x од тука зборуваме. Injective треба да е над $100 без проблеми, се надевам. Беше 50, барем 7-8, значи 2-3x без проблеми, се надевам на 5x, на 3-4x, на 4-5x се надевам од тука, држам доста Injective и правам фарминг на него. Ондо немам ниту еден и ми е многу жал затоа што го испуштив неколку пати. Админов ми кажа, Админов е тука иначе, иако зборува англиски, рече ќе те поддржувам ако треба нешто кажи. Wellward, if you're here, greetings. Сега мислам дека ондо со BlackRock што прави интеграција на Real World Asset, треба да почнам DCA да правам да го купувам, ама толку ми е високо што неќам да купувам тука, ќе чекам малку да падне, за мене лично зборувам, барем дока 1.50 ќе правам DCA надолу, ако падне, ако не, гледайте се, ако испуштите, ако го испуштите возот, ако ќе има други вози. Така да и не се секирате. Значи тоа е тоа, некни Супра купив. Кога го спомнав Супра кај мене беше 0.2 центи, после појде 0.7 и па сега се врати 0.4, сега си прикупив. Добро, имате некои други токени да кажам или да преминеме нешто друго? Да видиме, ондо има токен Unlock 137 месец. Да, супер, супер. Што немам купено, STRK, не го знам STRK, не можам ништо да ти кажам. IOTA, Axelar е добар, беше повеќе за минатиот bull market. Дај да го видиме Axelar, AHL. Имам Axelar и сум на минус сум бајчки. Axelar, да видам, беше од минатиот bull market, го купив тука некаде, јас мислам околу над 1 и нешто, сум на минус. Axelar има добар потенцијал, не ги следам сега што прави, значи проблемот е што имам толку токени што не можам да се концентрирам на сите и кога ќе е bull market, одам еднаш на портфолио, гледам кој е изрипал ненормално многу и си продавам помалку. Значи просто едноставно ако имате повеќе токени. Се надевам Axelar да појде бајчки нагоре. Значи се надевам, стварно имам и доста токени, немам доста токени, имам малку, чувам, но правя нешто минатиот пат, ама не ги следам, но и затоа не можам многу да ви кажам. Другиот што беше спомнат беше IOTA е многу поврзан со XRP. Ако XRP направи добро, IOTA лета. Но не, чекај да видиме колку појде IOTA овој пат. И тај new all time high. IOTA не држам IOTA, за мене е постара технологија да ти кажам. Има да се вратим до нов all time high до $5. Не знам, не држам, не го следам, знам дека е доста поврзан со XRP, ако XRP оди нагоре треба и IOTA. Значи еден или друг може да држите. Може повеќе би зел IOTA да ти кажам, ако XRP оди примерно дупло би требало IOTA да појде многу повеќе. Еве го 4x и XRP појде 4-5x. Добро, дај да видам друг токен што можам, што знам да ви кажам. Ова ми е планот за Phantom, дај да видиме што каже за Phantom. Sell 20% на $3, 20% на 5, 30% на 8, 30% на 10. Супер. Да, Zilliqa, јас майнинг му правам за Zilliqa и кадена сега правам ICP, многу луѓе брат го има на секаде пратено на конференциве луѓе. ICP многу овај Jerry нонстоп нам тоа е ICP или ништо. ICP ако појде до new all time high ќе биде таму над $100, мислам дека едно $30 до 50. Али стварно ICP тоа што го има заслужува да вреди $100. Значи ICP тоа што го има, тоа сето што го прави заслужува да вреди, ама еве нешто не оди. Значи сето тоа што го има, што го имплементира, стварно заслужува да лета повеќе. Кадена вчера или денеска мислам има AMA, имам лонг отворено. Денеска или утре треба да има некои вести да излеза. Ќе видиме како ќе оди. Се надевам да појде нагоре. 3-4 добра цена. Matic е се нервирам многу на 17, да, може. Matic толку беше минатиот пат, го зедов на 3 центи и не продадов, и си го чував и го продадов кој не требаше, го прикупив кој не требаше, мислам, тоа така се учи. Matic треба да е минимум $3-4 за сите тие партнершип што ги имаја со Disneyland, со кој беа лани и после ги снема.
Аеро, брат, Аеро ти е Алеф. Алеф денеска напред видео, да. Мислам, Алеф треба да стигне барем пола од Каспа, то ти е 10x од сега. Alchemy Pay, не го знам, Ивица, извини, не го знам, не можам ништо да ти кажам. Аеро се надевам да појди, Аеро стварно се надевам со Base, со интеграција на Base. Мислам дека треба да појди да биде новиот Cake ова година, стариот Cake, ќе биде Cake ова година, како минатиот Cake појде до 40, Аеро се надевам да појде барем до 20 нешто, ама че има огромна и корекција, има после тоа така да замајте профити. ENS е DOT имаше огромна инфлација, сега е доста средена. DOT колку беше? $6-7 мислам сега DOT. Добро, дечки, што ќе го видам, имаме доста за зборување. Кажи. Има некој, кажува нешто. DOT се надевам да појди минимум $50. Се надевам да се врати тука, оти заслужено е. И ги има на секоја конференција DOT се таму со огромен штанд, брат. Огромен. DOT се многу се ниско според мене. Значи еве од 10 и нешто стигна ја, еве некни падна од 10 нешто до 8, еве ги држа. Ова е не е лошо и за малку лонг. Иначе се што кажувам, тука не сум финансиски советник, така да се што кажувам само моје лично мислење, морам да го кажам тоа. Океј, одиме понатаму, имаме доста за зборување. Nier го кажав Nier, мислам Nier, не го кажав Nier. Nier ми е еден од не знам. Nier, мислам дека Nier треба да летни, ако не го кажав, мислам го кажав $50, $670, треба барем да појди Nier. Мислам 10 од тука заслужува Nier да појди. Оти мислам се врти како што гледам сега се врти цело кон AI. Така да Nier е добар е Nier. Пик го биде или не? Не знам. Го немам. Немам пик и немам. Добро, каде на кажав за Зилика само да завршам. Зилика има майнинг што правев, нема многу, ама сега мислам не може повеќе майнинг, од майнингот скрос ми падна надолу. И Зилика може да крене на цена. Зилика е многу, тај уште од 2017 ли беше, мислам, Зилика го купував од Супермен кога кажуваше. Зилика беше хот беше едно време. Која беше? Да видиме Зилика. Да, 2021 експлод. Гледайте, значи од тука експлодира. 2018 првиот bull market, втор топ. Зилика ако стигне тука некаде ќе биде тоа, не знам дали ќе стигне, не ми се верува, ама барем 3-4x, 5-6x би требало да стигне. Зилика заслужува. И тие нешто работа од назад доста работа, барем 10 3-4x би требало без проблеми. Мислам доста е undervalue, да видиме, ама е старо куче е. Тука е проблемот. Океј, одиме понатаму. Океј, дај да видиме за што зборуваме денес сега. Втора тема за токени колку би оделе, VPN, одиме сега за Nodoi. Има еден нов нод. Излегува ќе излегува за 2 недели, но денеска ја разбрав информацијата и за може да влезете во пресел, да бидете whitelist и само че има 1000 луѓе таму, а јас имам информација како да влезете, јас го имам линкот да влезете таму, оти само со посебен линк е. Ми се слади кафе во камен се направи. Вака сега, кажавме за Nodoi, тука не. Нодоите се отворени, кај ми се нодоите отворени? Еве ги нодоите, брат. Еве го новиот токен. Новиот токен се вика Swarm Network, ќе биде првиот на Sui Chain. Значи на Sui Chain ќе биде првиот нод со AI agents, веќе има Telegram 1 милион, Twitter 300,000, и еве го 1000 ќе има места само за first come first serve, ќе ви го пратам линков да се зачлените. После емейл, треба неколку работи да направите за да можете да зачлените, сето е со трики. Друго што имаше, чекај малку, имаше главниот од тука е исто веќе е адвајзор на Lumia, како што разбрав, што е многу добар токен и добар нод, и беше адвајзор на кој беше? На Delicium, еден друг нод што бев инволвиран. Што се уште најдобар нод што досега сум имал, што плаќа. Ова е новиот нод. Ќе ви кажам после, ќе ви го испратам линкот. Многу интересен, мислам дека ќе има доста потенцијал, цената не знам, мислам дека ќе биде $500, почнува јануари, прва или втора недела да се продава, така да еве однатре прва информација. Веќе еве 4 милиони юзерс чекај, 4 милиони юзерс да сега уште веќе има, така да работи проектот. Добро е, што е многу интересен, тоа е за новиот нод. Ај сега да видиме за Nodoi, што спремив, кај ми се за Nodоите, чекај се, јас ги отворав, еве ги. Сега, ајде да одиме за Nodoi. Значи, многу луѓе има различно размислување што е тоа нод. Ова е иначе Delicium. Сега, луѓе мислат дека нод е нешто што треба физички да имаш кај вас, физички компјутер или некоја машина како за майнинг ти работа. Значи, тоа е малку поразлично.
Јас со тие нодои што се занимавам, јас се занимавам со нодои кои што се дигитални, кои што можеш да ги купиш и да ги држиш и да добиваш токени, или само да му направиш со еден клик delegate, нели? Или ако треба да му правиш ран, нели, за да можеш да ги одржуваш, ви треба малку поголеми спецификации. Јас не се занимавам со тоа, немам време, му давам на админиве да го прато. Има такви сервиси каде што си плаќаш на месец $5-10 зависи од нодо и тие ти го одржува за вас. Само правите delegate, нив му го дават и тие ви дават сите токени вас, му плаќате $5-10, 15, не знам, зависи од нодо колку силина треба и тие ви ги вршат сите работи. Има едно NodeOps, баш сакам ги сретнав во Сингапур, има едно илјадници нодој делегирано до нив. Зато јас барам лесни нодои. Нодоите излегува нон-стоп. Нодо ти е нешто како да инвестираш во пресел и како да имаш vesting период. Сега, порано нодоите беа многу јаки. Имаш Gala нод, сите што влегува во Gala направаа илјадници. И во неколку други порано што и беа нодои. Ама сега излегува многу нодои и многу нодои пропаднаја. И јас сум влезен во едно 12 нода. 4 ме рагнаја, тоа е моја грешка, што купив без да гледам, просто беа по $100-200, само купував, ајде колку. Знаеш како, ако изгубиш $100 ќе ги прежалиш. Ама сега гледам да сум ама тоа беше моја грешка. И сега нодои, еве да речеме сега неколку, значи накратко тоа е за нодоите кои јас што ги барам. И сега да ви кажам еве неколку нодои и примери дали се исплаќа или не. Ево Dilithium. Ова ми е првиот нод што влегов. Dilithium е AI. Првиот AI, овие работа, значи главниот од тука што беше еден од главните, иначе го креира новиот нод, излезе од тука и го креира новиот нод, да знаете. 17.000 нодо има продајно. Во моментов да купиш нод те кошта $3,000. Колку е? 2.900, $3,000. Значи не се исплаќа. Кога купуваш нод, ако влегуваш во нод, обично е најдобро да влезиш првиот ден, првите 24 сати или првата недела. Зависи како има токени, како дава. Сите нодои досега, освен последниве неколку, ги сменува самите тактики, што е добро. Кога ќе земите нод, почнувате одма да добивате токени првиот ден. И ако влезиш првиот ден, еме цената на ефтина, оти колку поиќе се прода, толку поскапо е нодо и толку помалку токен имаш. Тоа што значи, еве го сега ќе поиме новој нод што сега се продава, OXVM. Овој нод досега има продадено 3400. Секој нодој си има различни колку би имале ова tiers, нели? Сега, овие нодој има 50.000 нодој. Тие во моментов дава 700.000 токени на ден. Колку е вредност на токен, никој не знае, овој не е излезен. Овој нод во моментов го чекам да излезе секој момент. Овој месец или другиот месец ќе излезе. Ова е првиот нод на BNB, на BTC chain, значи на Bitcoin, Layer 2 на Bitcoin, ова ќе биде многу интересен. Продадоа 3400 нодој досега, кошта $700 да го купиш. 700.000 и сега гледаш вика. 700.000 токени ги разделува на сите кои што има купено нодој. Така досега речи си сите нодој работеа. И сега, ако влезете вие меѓу првите во првиот ден, и ако првиот ден се продаде само вие купите нод, вие ќе добивате 700.000 токени. Ама сега ги разделувате овие токени на сите нодој и толку добивате на ден. Значи тоа се некаде по 180 токени на ден. Вредноста колку ќе биде, никој не знае. Цената обично почнува помеѓу 0.02 до 0.03, тоа му е она price listing. И сега имаш примерно овој нод, еве го сега можеш да го купиш ако сакаш. Дали се исплаќа или не знам, дали е рано или не знам. 180 токени на ден. Ама излезене, рачунајте од веќе 2,5-3 месеци. Тогаш направив едно видео. Јас влегов првиот ден купив. И сега да се вратам на DME. DME е Dilithium, супер нод токено е. Надвор и гледате са што се случи. Излезе токено, еве го токено, излезе тука од 2-3 центи беше, кој излезе, експлодира до 30 центи. Тука не може да го видите, оти не беше лиснат тука на CoinGecko. И сите што имавме нодо и сите почнаме да си земаме профит. Јас направив лок, имаш обично да направиш многу лок, оти имаш добар APR и сите продаваја тука и цената падна до 0.02, 0.01, ајде 0.02. И тука сите имаше голем период од неколку месеци, сите рекоа леле, не чини, сето пропадна. И што се случи? После направа партнершип со Microsoft нешто и стварно е добар проектов, значи сега извадува некои нови работи баш некни. И од 0.02 центи тука појде до 0.60, направи 30x. Тоа ти е 3000% профит за месец дена од февруари до кога е? До март. Значи за 4-5 недели знам ја секој ден се качуваше цената ненормално многу. И тогаш пак зедов некој профит, јас продав на 40 нешто центи и сега си трупам, сега си чекам, тука нешто подпродав и сега си добивам токени. Сега во овој момент добивам, мислам 17 токени на ден. Ама 17 токени на ден,
то ти се околу 2-3 долари, околу 3,5 долари на ден. И сега јас се надевам дека ценава ќе се врати пак барем 40-50 центи, оти стварно е со AI. Кој ќе дој AI, овој ќе експлодира. Сега не продавам, си чмам, си чекам. Си добивам секој ден по 18-17, тоа е од еден нод. Ако имаш повеќе ноди, добивате дупло. Ако имате стейк, ја имам и стейк, ми завршува мај другиот година, се надевам тогаш да е $1. Че имам неколку стотина токени. Но така работа. Ова е успешен нод. Одиме на Galaxis. Galaxis е неуспешен нод. Значи не сите нодои се успешни. Има многу нодои, внимавајте. Нодој би препорачал ако имате екстра пари на страна. Значи не, сите мисла, Филип ме прашува, дај да вложам 500 да земам 10-15 долари на ден од нодо. Не ода така работите. Galaxy беше многу хајп. Ова е со NFT. Па дечкиве направија, јави го, имаш од ENS, тој што ме праша, од Chainlink, тие се backed by ENS, Chainlink, од Mike Tyson, Mike Tyson направи NFT. Направи NFT за кој направи NFT? За NBA NFT. Овие продадоа 32,000 NFT, овие нешто продадоа Galaxy. Значи Galaxy беше е многу јак, беше, де? И што се случи со цената? Требаше сите очекувавме дека цената ќе биде ставена на 0,023 центи. Ама тие ја пуштија цената 7-8 пати пониско. Се слушаме? Да, се слушаме. Цената ја пуштија 7-8 пати пониско. Значи беше 0,03. 0,003, се извинувам. Значи не 0,03, беше 0, уште една 0 додадоја. И сите бевме многу разочарани. И што се случи од тогаш? Од сите разочарани, цената оди надолу. И сега некни што јас тука продадов, баш бев изнервиран, ги продадов на 0,01. И точно пред од тие се со NFT, некој твитна нешто за Трамп, нешто. И кога кажа нешто дека со Трамп некој NFT и цената од 0,008 појде до 0,027. То ти се горе-долу 6 по 8, 6 по 8, 5 по 8, 40, 4-5x појде. Така, 4x ќе дојде некаде. 4-5x од тука појде до тука појде. 4-5x. Појде само за во рок од 2 дена. А јас ги продав точно тука. Сега, овај за мене во моментов е неуспешен нод. Иако земам токен, иако имам илјадници токени што ќе ми направи unlock, тие илјадници токени, јас мислев ќе вреда барем $1,000, ама токенот не вреди. И сега не продавам, си чувам. Зошто? Оти овие се врзани со NFT. Кој ќе дојде NFT, ако дојди хајп пак за NFT, тогаш гледам дека овој ќе експлодира нагоре, тогаш ќе продам. Дали се исплаќа сега да купиш? Не се исплаќа, оти ќе добиваш, ќе кошта $1,200-300 е нодо, а ти ќе добиваш по 10 центи на ден. Значи не се исплаќа. Добро, одиме друг. APGN, Agent Layer. Има продано 11,000 нодои. Сега ценава $1,200. И многу испродадоа некни. Зошто? Од еден јутубер беше Crypto Daily, направи 3-4 видеа, купи еден куп нодој и цената од тука некаде направи видео, октомври почна да прави видеа, и цената од 0,01 стигна до 0,09. 9x, 900% направи профит. Мислам, нагоре појде. Но ова е AI и стварно има работен продукт што работи. Така што колку би пошол нагоре и е на бейс тој убото, сега јас не продавам, си го чувам. Дали се исплаќа? Не. Зошто? Оти кошта $1,200. Ако дајте $1,200, веќе добивате во овој момент, ако не се лажам, 20 токени на ден. 20 токени на ден се $1.2. Баш ќе ви треба 500 дена за да направите ROI на ова цена. Но ако токено експлодира 20x, тогаш ќе направите за многу побрзо. Но според мене многу е веќе касно. Ако влезевте тука првиот ден како мене, првиот ден ние зедовме ако не се лажам 500-600 токени, ако не се лажам првиот ден, вториот ден 400-500, третиот ден 200-300, оти многу нодои се продаваја. И јас за 3 дена направив толку токени, примерно 1000 токени зедов, а за тие некој ако влезе сега, ваш ќе ви треба 500 дена да ги направите тие 1000 токени. Така да кога ќе купувате нодои, гледајте во кој нод ќе влегувате. Океј, доста е за нодој, се надевам разбравте. Ако имате прашања, прашајте, сега е моментот. Да видим некои прашања. Мислење за IO Notes, платформа за Share Notes. Не ја знам, јас ја знам Not Ops, не ги сретнав. Гледај се, има многу нодои, ќе излегува 2 нода кои што ги знам. Едниот кој што ви го кажав, ќе го постирам тука линкот за брзо, и еден нод кој што треба да добиам информација за, се надева ова недела, мисля сите ќе чека после празници, после нова година. За BIM има многу апдејти по минувато. Да, BIM е многу хајп, има многу добри токени, BIM е многу добар токен, многу има, да.
како се купува? Не, но дојте како се купува. Добро прашање, да. Но дојте се купува многу лесно. Го поврзуваш раби волето или кој да го имаш токен, или кој да го имаш. Заборав да префрлам пари. Идиот. Требаше да правам на живо. Добре, ќе префрлам, ќе го направам без скрин. Како и да, ќе префрлам. Но дојте како се купува, многу лесно. Влегуваш на акаунт, префрлаш пари и си купуваш. Или можеш да го платиш со BaseChain, на Arbitrum Chain, на кој да е. Многу лесно го купуваш и ти стои како NFT. Многу лесно и едноставно, затоа без никакви проблеми. Но дојте се купува многу лесно. Друго прашање за Нодој? Бим, добро, ќе добиеме линк од новиот нод. За линк за новиот нод ќе добиеш, ќе ти го пуштам, кога ќе завршам ќе го пуштам. Lumia нод, Lumia нод, како да влеземе, колку да добием токени ако сме на почеток. Да. Значи, како да знаеме колку ќе добиете? Секој нод треба да си ги прочитате Tokenomics. И ви кажува дека, примерно има едни Sonic. Сега јас сум со Хриџане, со влеговме во Sonic нод, има неколку македонци. Сега Sonic нод, гледа што ме зафркна ја. Sonic нод ќе дава токени, мислам, тие многу паметно игра. Кога ќе излези токенот, ќе почнува да дава токени на сите што држа Нодој. Значи тоа е многу паметно. Зошто? Од јас немам ниту еден токен за да направам дамп, ама можам да го купам Нодо на многу пониска цена од влегов првиот ден. Тука е предноста. Сега Нодо е веќе 40-50% поскап, а ќе ги добиваш истите токени што јас ќе ги добивам. Така овој токен, значи секој нод има различни критериуми и статистики како различни критериуми како ќе ги раздава самите токени. Треба да видите во Tokenomics. За новиот нод уште ништо не знам за Tokenomics, не ни знае некој, но појдете во white paper, видете, јас ќе направам видеа и ќе ве информирам. За Lumia. Lumia е, да ревам, Lumia, кај беше Lumia? Validator, овој беше Lumia, така? OX, не OX, Lumia. Чекај, Lumia се многу успешен нод. Многу успешен нод е Lumia, само проблемот за Lumia е што се испродадува многу брзо и многу ми е криво. Многу ми е криво Lumia, што колку $2 или Lumia? 1.90. Бравос. Ја го продадов на $1. На 80 центи ги продадов. Lumia беше претходно се викаше Orion. И кои излегува нодоите беа многу добри. Проблемот беше што толку брзо се испродадува 4-5 нодои, што почнаме да земаме одма по 20-30 токени од третиот ден. Првиот ден добив над 100 токени, а после добивав над 100 токени добив првиот ден. На денешна цена е тоа се $100-200 за еден ден. Вториот ден добив 780, третиот 560 и четвртиот ден се испродадува 4000, по 2 недели некој купи 10.000, некој внатрешен од некој exchange купија 10.000 нодои. Значи знае некоја информација што појќе од нас. Така да колку сме? 4. Со време сме многу назад. Океј, одиме. Доста е за нодои. Добро. Lumia е добар, сега не се исплаќа. Мислам, не знам. Ќе добивате во моментов, мислам се добива 3 токени на ден само. На ова цена е $2, но имате вестинг период 90 дена. Ако продадете пред 90 дена, имате 50% пеналти. Јас ги продадов одма, ми требаа хитно парите и неќев да држам, оти мислев дека овој ќе падни под $1, ама ете бев грешка. Сите што држија до 90 дена, сега ќе му се направи unlock за неколку дена, така да ќе добија, ќе го продаа на 1.90, а јас си го продав на 50% попуст. Тоа е тоа. Мислам, губиш или добиваш, тоа е. Океј, одиме понатаму, нема да имаме време. Дајте. Сега одиме понатаму. Lumia, како да влеземе, како добро. Одиме понатаму. Long hold versus дали да држам или yield farming. Добро, тука сме, имаме уште добри 2-30 минути. Сега. И после Хриџанецо ќе влезе. Сум уклучен покасно, може за yield farming. Супер. За yield farming не имам зборнато. Ајде сега, ова е само 5 минути тема. Сега гледайте сега, работава long hold, многу луѓе ме прашува и многу луѓе сака да знаат, Филип, дали се исплаќува тоа? Ево yield farming. Што е тоа yield farming? Дај не треси зелени. Зошто да ги клавам парите? Гледайте сега. Ова е многу важно сега што ќе ви го кажам. Има во крипто, имате да ги чувате парите во едно, значи треба да изградите портфолио за long hold. И исто така треба да имате DeFi портфолио кај што ќе вртите пари. Во DeFi портфолио има многу различни гранки и категории. Примерно, yield farming, borrow lending, trading со shorts, long, имате речи го нодој, имате трейдани мим токени. Значи што сакате, различни имате гранки кај што може да вадите пасивен приход. Ако вие не вадите пасивен приход, не знам што правите. Значи вие може да имате 10.000 портфолио. И супер, браво, имате 10.000 портфолио, тоа е супер, сите среќни весели, ама тие 10.000 ќе одат горе и ќе одат долу, ќе одат горе и ќе одат долу, како што оди криптово. И ако вие не искеширате,
Значи вие нема да имате кеш и што ако го држите и стигнете до новиот bear market, што мене ми се случи на 90% кои што го слушате тука видеово, ќе се случи истото. Ако не и 80-90%. Ако не почнете да кеширате помалку, ако не земате профит, изборуваме лок профит во долари, значи сакате после биткоин купувајте, сакате долари, сакате дома, сакате злато, кујчи што сакате правите, сакате инвестирате во кола, не знам, во што сакате, не во кола не инвестирајте, тоа е liability. Ако не имате пасивен приход, ништо не правите. Сега некни, колку мина, ги читам одам на самиот Телеграм, ќе одам на македонскиот, на многу други групи, ќе одам и ќе следам и вика, леле, немам пари или чекам плата да ми стигне на трети, на втори, или чекам да ми стигна пари одавде за да можам да купам криптото, не чека. Ако има дип, треба да купиш тогаш. Ако сакате да купите, сега немаш пари. Ама ако имаш yield farming, имаш пасивен приход. Така да, мислам дека треба да имате yield farming. Има огромна разлика. Значи, криптото, yield farming, посебно јас го гледам како бизнес. Вие треба во главата да мислите дека тоа е бизнес. Мене треба да ми дава daily cash flow. Така? Сега, тука има многу да се каже, чека да не испуштам нешто. Добро, low leverage, borrow leverage, надоби, добро го кажав то, куп начин, да, добро. Да, значи целта е да имате пасивен приход. Ако јас некни, кој имаше дип и излезе некни еден нот и ми вика админов, купи го нодов подхитно и беше на S-Word еден токен, вика $1200, ама направија 50% попус, што тоа е многу ретко. И сега ми треба $600. Сега викам, ладе, треба нешто да продавам. Чекај малку, викам. Појдов во yield farming, точно имав заработки таму, што направив? Продадов за $600, од таму во одреден временски период што сум собирал, од тие ми се како кешфлоу или си ги чуваш како токени и ги продав, си купив нодо. Иначе требаше да продам други токени. Исто може да користите yield farming за да заработите токени, ако примерно јас рендер или пендал имам купено многу високо. И сега како што правам yield farming, си го земам профит и го ставам во рендер и ова што ми е overage цената, нели, средна цена си ја носам пониско од ова ми е од сето, мене ми е без пари направен. Ајде сега додиме за yield farming. Сега, ќе се напијам кафе. Океј. Чекај сега јас да видам за yield farming. Сега малку ќе биде подолго, ама што да ви правам? Yield farming е многу битна работа. Океј, сега ќе ви дам сето со докази во yield farming. Во yield farming е едно од најдобрите работи што секој може да си е market maker. Тоа што значи секој може да даваме liquidity, тоа што значи ние помагаме за да се направи еден трейд. Нели, за самиот трейд да се направи, да се купи, да се продаде, ние сме тие кои што дава liquidity и ние добиваме процент од фи. Фи беше на македонски, чекај имав запишано и пак не ми текнува фи на македонски, че се отепам. Како беше фи на македонски? Порез, данок, ете го, данок, да. Значи, кој ќе купуваш, кој ќе продаваш, си имаш таму малку така, данок ќе дојде, данок, фи. И ние земаме дел од тој данок. Сега, што се случува? Има многу различни начини да се наданеме кристал. Сега ќе одиме чекор по чекор. Има едни обични прашања да ви објаснам сега. Оти многу луѓе ме прашува многу прашања што се од почеток, ќе ги објаснам сите ги запишав. Први, кој wallet? Јас го користам Rabi wallet. Значи јас го користам Rabi wallet и Rabi wallet е многу добар. Добро? Него го користам. MetaMask не го користам, Rabi wallet. На него може да ставите Ledger без никакви проблеми. Чекај да видам, кај бевме? Ете тука. Сега, како да ставите Ledger? Многу просто луѓе. Одите на More, се извинувам, одите тука, каде беше за Ledger? Чекај да видам. Тука. Одите во кошничката, Connect Ledger, си го конектираш. Ledger или некој друг hardware wallet. Немојте да ставате import seed phrase, немојте import private key, значи заборајте ги. Друго нешто, одиме сега пред да заборам најважното нешто, revoke и disconnect. Еве сега ќе отвориме. Тука ќе отвориме за farming. Чекај, revoke и disconnect. Гледајте се, revoke и disconnect. Јас сега се конектирам со PancakeSwap. PancakeSwap имам тука, чекај, треба да префалам пари. Само момент, стојте да префалам пари. Чекај сега да смениме тука на кој чейн сме на base chain. Сега, одиме понатаму 0.5, ќе видам 0.01. И сега, кој ќе смениме ние на USDC, Sleeping Tolerance, што Sleeping Tolerance? Чекај, 5%, не ичам 5. Sleeping Tolerance 0.5, да, не заборавајте 0.5. Океј. Гледајте сега, што се случува. Ова е многу битно да го правите. Значи, после секој користење на wallet, знам дека многу луѓе од вас го знаат, ама за сите оние кои што не го знаат. После секој користење на wallet, ќе одите на approvals, ќе појдете на approvals и тука ако имате некој токен, ќе ви излезе дека се направил approvals. Мене ми нема, заради тоа што е Ethereum. Ако сменам на сега назад, сакам да продам,
назад во Ethereum, сега треба да направам approval, еве го approve, ова ми е Wallet Guard, тоа иначе добро е за заштита. И гледайте сега, тука многу е битно да го смените овој број, кликнете за да не давате approval на милиони. Сега првим правите approval и после си правите нели swap. Ова е лесно, знам дека сите го знаете, ама за сите оние кои што не го знаат, што е многу битно да се направи. Тука не може да се смени. Тоа имам Wallet Guard за да како еден вид на заштита. И сега кога ќе завршите на некоја транзакција, ќе поите тука во approvals и треба да излези, еве, сум направил approval. Појдете, ве молам, појдете, кликнете и појте revoke. Значи мора revoke после секоја транзакција да правите, без разлика кај е и што е. Затоа е лесен да се користи Rabi Wallet. После за disconnect одите more, одите connected dApps и одите disconnect тука, disconnect all и сите ги дисконектира. И вие не сте поврзани и така волет, вашиот акаунт е горе долу заштитен. Така, дали ме слушате? Да, ме слушате. Добро. Телето, мислам дека веќе стави. Океј, сега, гледайте, кога ќе направим рефреш, нема да има. Значи, ова е најважното нешто што треба да го направите. Чекај, бе. Чекај, транзакцијата треба да ја појдена. Нели, уште се мисли? Ајде, бе. Нели направив revoke? Чекај, на revoke правиме. Ако оти не е појдена, можеби. Така. Ќе почекате и ќе се направи revoke. Значи, многу е битно да направиш revoke. И ќе почекате и проверете секојаш. Значи, за тоа го сакам Rabi, дека толку revoke, значи јас сум заштитен, фала, окей, пријатно, сега што сакате правите. Окей, одиме сега, дајте сега да одиме одиме за yield farming. Друго нешто да кажам, има многу луѓе ме прашаа како на кој чейн сите те работи. Значи, кога префрлате пари, првин треба да изберете кои токени. После треба да изберете каков рейндж и после треба првин да изберете кој чейн, кои токени, каков рейндж. И кога ќе го изберете сето тоа, нели на кој чейн ќе одите, си префрлате пари, јас префрлам од Binance, примерно на Base Chain или на BNB. Ако многу луѓе мислат дека кога ќе префрлите на BNB chain дека може да играте и на сите други чейн, не. Base Chain е само за токени на Base Chain, BNB Chain само на BNB Chain, Sui Chain само на Sui Chain. Кои wallet ги користам? Rabi Wallet го користам речи си за се, освен Phantom го користам за Solana и за Sui Chain сега го имплементира че може да се користи Phantom, што да чекам, кај мене не е пуштен. И за Sui користам друг. Овај го користам Sui, за Sui го користам овај Sui Wallet или Sui Swap, не знам како се викаше. И многу добро работи. Многу добар ток, многу добар wallet за сега работи. Секогаш користам Ledger. Овде може да видите, гледате што пишува. Дами, немам seed phrase, no seed phrase, no seed. Значи ова ми е само дами wallet за експеримент. Добро, ги кажавме тие работи. Да видам друго. Добро, да. Како да најдеме пул, сега ќе ви кажам. Тоа го кажав, ова го кажав. Сега, како да најдеме пул, сега ќе одиме. Како да видиме колку има трейдинг волумен и дали фи се секогаш твој. Значи, фи се секогаш твој. Колку фи имате заработка, тие се секогаш твој. Секогаш може да додадите повеќе пари во самиот пул, секогаш може да извадите пари од самиот пул кога што сакате. Секогаш може да излезете од пулот кога што сакате, може да го затворите. Значи не сте немате лок, немате никакви лок на вашите пари. Значи тоа е прашање што ме прашаа неколку луѓе. Ајде сега одиме да направиме директно лайв, сега ќе правиме како се дава еден пул. Сега, како да направиме? Ајде сега одиме, да видиме, чекај сега да видиме, тука ќе појдиме farming, јас имам, гледате се што имам. Имам тука еден фолдер и внатре ми се сите ставени на Solana, иначе на кој дексој. Секој чейн си има дексој. На Solana јас користам Orca или Radium или Camino и сега го користам NX Finance. На Injective, за Injective го користам Dojo Swap, а за Cosmos го користам Osmosis, значи овие се дексој. За Base го користам Aerodrome, XtraFi или VFAT. Добро, за ARP Chain го користам Camelot или Uniswap, за Sui го користам Turbo или Citus, најмногу Citus, и за HBAR не го користам. Добро, значи тие се многу битни работи што треба да ги знаете. Чекај, сега да го копирам. И сега ќе правиме, сега ќе одиме да најдеме добри информации и колку би ние можеме да заработиме. Тука беше волето? Да. Добро. И после тоа ќе видите колку јас сум заработил, тоа ќе го чуваме за на крај. Супер сме со време, сме таман. Браво на мене. Добро, се по отинечам да го држам како Антони 6 часова, мислам ќе ме исфрли жена од дозвола, ќе ме нокаутира во Македонија директно. Див, ова кристал е наалатка што јас го користам за да најдам пулови. Има неколку, ама денеска ќе обрнем внимание на кристал, зошто? Заради тоа што е стварно многу добра. Си конектирате, еве го Rabi Wallet,
Си го конектирате и си одите да најдете пулои. Тука си избирате на кој чейн. Денеска ќе правиме на base chain. Пример. Отимам тука, имам пари. И сега ќе почекате, многу често знај да забушава, отимам неколку антивируси и тука избирате токени. Сега гледате што е многу интересно. Сега ајде да најдеме, немој да летате на сите токени, оти овај email, собете некој токен што ќе падне утре. Значи немој да летате по high APR. Овие сите што се APR, еве ги фи што зборував за 24 часа, значи многу е битно трейдинг волумен и TVL. Сега што е разликата? TVL е Total Value Locked, колку има пари во самиот пул и колку има за 24 часа трейдинг волумен. Многу е битно овие пари во TVL да се околу 150, 200, 250 илјади по можност и повеќе, а за 24 часа трейдинг волумен да е исто или повеќе од TVL. Јас некој шигам и помалку и пак работи, но зависи од токено. Оти овие за 24 часа многу варира, секој ден варира. Колку ќе има ова, кога ќе токените паѓа нагоре или надолу, TVL нас најмногу ни одговара. Некни кој беа нагоре, ја принташе пари, по 2, 3, 5% на ден, неколку дена принтаја. Сега, одиме да најдеме денеска, го гледав Spec. Spec е многу добар токен. Гледајте сега. Имаме, еве го, перфектен пул. Зошто? Гледајте се. На Uniswap. Ви го најде, значи Uniswap е самиот DEX, најголемиот DEX е Uniswap. Значи Uniswap е во Uniswap има различни, ги има сите chain, ги имат во Uniswap, го имаш, може да дојдете директно на Uniswap ако сакате. Че излези да, еве го, може да појдете директно во Uniswap да дајте liquidity или јас го користам Crystal, ми е многу полесно. Ако не му верувате на Crystal, одете директно во Uniswap. Само одите на пул и си ставате пулој. Значи си ги избирате тука кој пулој и си ставате. Сега, одиме на Crystal, се враќаме на Crystal. Зошто е овај добар пул? TVL е 450.000, што е многу повеќе од колку ја што сакам. Што е супер. Трейдинг волумен за 24 часа има 2.2 милиони, значи 5 пати повеќе, 6. И имаме како 5 пати, тоа ти е 450, 4 пати повеќе. И имаме за 24 часа имате фи, значи $6.7 илјади, што е многу добро. И сега одиме тука, и ова е многу битно овде да обрнете внимание. Кога ќе појдете на самиот пул, вие може да видите тука волум и да видите колку бил самиот волумен за, нели, како се движел. Сега гледајте тука колку експлодира тука. Тоа беше пред неколку дена кога пукна цената нагоре и тука ми плати 10-12% за еден ден. И сега еве гледате, еве го сега денеска има спајк, значи нагоре. Значи се држи константно добар. Тука немаше многу добар, ама тука се држи доста добар. Ова оди до 16 ноември. Или може да кликнете тука, Pool Analysis. Кога ќе појдете тука, може имате исто историја да си експериментирате, да видите примерно как за волумен еве, или може да прайс или liquidity колку имало, ама мене ме интересира за волумен. Еве колку се движел самиот волумен. Ова е за самиот пул. И може да направите споредба како бил порано и дали горе-долу како ќе се движи во иднина, што не гарантира. И сега што правиме тука? Сега ние одиме, исто треба да најдеме да видиме на кој рейндж ние би го поставиле ова нешто. Тоест, на кој рейндж ние би поставиле да оди токенот. Ова е концентриран liquidity pool. И сега, оди на next screen и го барате, може да го копирате, одиме тука, може да го копирате самиот пул, појдете тука, copy-paste, и ќе ви излези самиот пул, без ништо да барате. И еве го, излегува. Сега што гледаме? Одите тука на VET, е многу битно, тоа го направив еднаш грешка. И сега гледате спек со Ethereum. Еве го, тука пошол до долу, 0.02627, експлодирал, експлодирал. Значи, според мене, сега ќе падни, ќе се коригира до горе долу овие граници. Тука си правите малку техничка анализа, јас не сум перфектен, еве пукаме на линија тука, дека има некој горе долу, некој суporт, може да кажем, еве тука на 0.038, ама ние сме горе долу тука, еве малку да падни дока 0.037 или овај долу суporт го ставам дока 0.034, не сум перфектен, секој си има своја техничка анализа, Охриџанесов ќе каже поиќе мој за тоа. И што се случува? Еве на линија ставам, според мене, мислам дека нема да оди поиќе од 10-15 надолу. Еве тука ќе му клам една анализа. Мислам една линија, ќе клам горе една линија, еве на горнава. Значи, ако се крева нагоре, дека ќе се креви до кај 0.046 и надолу 0.035. Одиме назад, одиме тука и истото го правиме. Спек со Ethereum, значи 0.035 рековме. Со 0.047, колку беше? 47. Со 0.047. Еве го.
и самото си се мести. 10% надолу, 20% нагоре, ние ќе земаме горе-долу 500% APR на ден и тоа е точно вистина. Ми плаќа пулов по 1% на ден веќе 2 до 3 недели. Овој пул испука до сега. И сега, што се случува? Ова е многу битно да го разберете. Овој број, не ги гледате нешто, има баги странава. Значи, сега јас мислам, во овој случај, дека, нели, спек, дека ќе оди малку, тоа треба да е вака, ако не се грешам. Јас мислам дека спек ќе оди малку надолу. Логички, ако го гледаме, би рекол дека спек, еве, ако се движи надолу, ако сакате, и ако мислите спек ќе оди надолу, значи вие треба, ова е многу битно да го разберете, ако мислите спек сега ќе оди надолу, значи што треба вие да направите? Треба да имате помалку спек, а да имате повеќе етериум. Зошто? Затоа што кога ќе оди спек надолу, спек купува етериум, а етериум продава во спек. Значи правите DCA надолу. Ако мислите дека спек ќе оди нагоре, тогаш правите обратно. Тоа е многу битно да го разберете. Тогаш вие мислите дека, јас мислам дека, знаеш што, Филип, мислам дека грешка си спек дека ќе оди до 20% нагоре. Добро, супер. Значи правите еве го 30% нагоре, еве 40 и надолу 15, тогаш треба да имате повеќе спек, еве го 700, примерно $670 од 1000 и значи 67% спек и ќе имам 32% етериум. Оти како што оди спек нагоре, продава и купува етериум. Значи правите DCA надвор од спек како што оди нагоре и купувате DCA на етериум од тие понизок. Тоа е за секој еден токен. И тогаш може да излезете out of balance. Значи out of range. И сега што се случува? И сега како да го поставите пуло е многу лесно. Нели јас сум веќе поврзан, мислам јас дека ќе оди, еве јас сега викам дека ќе оди надолу, еве пример да кажеме, еве 15% нагоре и мислам 24% надолу, 350% APR, одиш add liquidity, zap in си правиш 0.01 етериум ставам, тој убото zap in, си ставаш add liquidity, си правиш add liquidity, чекаш и гледате што се случува, се поврзувате и правите add liquidity и тоа е тоа. Почекате уште еднаш approve и сегаш на крајот disconnect и revoke. Чекај да видам дали ќе биде. Оти обично кога ќе правиш на камера секој зафркава. За ова ќе добијате NFT во вашиот wallet. Немој да го чепкате, немој да го праќате, ништо не правите, не го чепкајте. Next step, success, толку, готово, тоа е тоа. Се враќам назад, се враќаме во профайл и треба да си го видам тук, еве го пуло мој. Ете го, го отворив. И еве сум заработил $0.01. Се слушаме така, дечки? Само да не зборувам насам. Може некој само да потврди? Некој да каже нешто? Слушаме. Да, добро, супер, да, добро. Панде, фала. Фала да рекол да не зборувам сам кој утка. Нема кој да ми зазвони на телефон. Сега, така се прави пул. Сега, кога ќе излезете out of range, тоа е другото нешто што треба да го разберете. Гледајте го видеово, овој дел ќе биде како втор дел од видеово може, ќе биде доста долго. Кога ќе го постирам, гледајте го ако треба 10 пати за да ви стане јасно. И сега што се случува? Кога ќе излезете out of range, дали е страшно? Луѓето се плашат. Не бе човек. Сум излегол out of range, окей, нема ништо страшно, сум излегол. Многу пати кога ќе излезете е многу битно да правите ништо. Оставате и си чекате ден, си чекате два. Ако видите, сега примерно со спек експлодира тука. И ако вие до тука ви бил ренџо и сега вие сте излегле, најверојатно може спек да има pullback и може да се врати. Оставите го, че си се врати. Нек имаше тука Емиле, инвестира во XRP. Му реков, Миле, немој брат инвестира во XRP и летна многу нагоре. Леле речи излегов, не го чепка. И што се случи? Појде 2.70, по 4-5 дена XRP се врати до $2 и почна да му принта пари. Како што оди надолу, принта пари. И сега која е разликата пак да се вратам во бизнис портфолио? Чека да затворам. Да не ме гледа од улица, рече со кој зборува со женската преку телефон. И гледајте се, тоа е интересното да гледате зошто е како бизнис. Затоа што јас тука добивам приход секој еден ден. За impermanent loss, што е многу важно. Дај да одиме за тоа. Сега вие сте имате еве сум изгубил 0.0013 оди надолу цената. И окей, оди надолу, оди нагоре, важното е да сте во рейндж. Затоа рейндж е најбитен. Немој дојте многу тесен, затоа што гледајте се. Ако појдам јас многу тесен, ќе се вратиме пак на истиот, на narrow, тоа се вика, нели, или многу тесен рейндж, стварно ќе добивате многу пари.
ама то не го играјте, ако специјално ако сте нови, ти е многу ризично. Еве, че појте минус плюс 10 со 8 10 со 10. Така? Еве 8 со 10. Вие ќе добивате 760%. И стварно е многу, ама е многу брзо да излезете out of range. Колку повеќе често излегувате out of range, многу често ќе треба да направите ребаланс. Колку почесто правите ребаланс, толку може да имате повеќе impermanent loss. И кога ќе правите ребаланс, има неколку стратегии што треба да ги имплементирате. И сега ќе одиме точно за тие стратегии. Убаво што правиме вака на живо, што може да ви објаснам се. Сега. И сега што се случува? Ова е мојот пул. Одиш на профайл, тука сите позиции ќе ги видите, си кликате на вашата позиција. Сега јас, пред 4 минути сум ставил толку пари, во ренџ сум, си земам пари, супер. Треба да почекате барем ден за да ви покаже горе-долу колку ќе земате APR. Не може да станете богат од yield farming преку вечер, но може да заработувате добар пасивен приход. Средно многу луѓе ме прашале колку земаш. Средно по 0,4, 0,5, 0,6, овие 2 недели 0,7, 1% на ден од сите пулови. Тоа се многу пари, да знаете. Мислам 0,5% е 150% APR на годишно ниво. Баш како што добиваш на price appreciation. Значи пак ова е бизнис да ви носи кешфлоу. Кешфлоу. Имате неколку продавници, ги издавате под кирија и ви носат секој месец кирија. И сега што правите? Ако сте надвор од ренџ, сега овде нормално ако сте надвор од ренџ, треба правите ребаланс. Ојте на ребаланс. И сега мислиме сме надвор од ренџ, така? Сега ако ќе правите ренџ, са примерно ако сме тука, вака ни е ренџ, излезени сме. Излего и вака нешто, кога ќе излезете out of range, вака ќе бидете. И што треба да направите? За да се вратите со поголема impermanent loss, треба да појдете вака и ќе речете влегувате во ова е како класичен ребаланс и правите ребаланс. Ама тогаш губите многу impermanent loss. Зошто? Затоа што сега ако направиш ти, јас ако направам во спек ребаланс, ами јас спек сега го продавам на all time high, го продавам, а купувам Ethereum на пониска цена. И ако спек падни, што најверојатно тука ќе има pullback, тогаш јас веќе спек сум го купил на највисока цена. Значи, аз сум го продал Ethereum на пониско, ти не заборавајте. Сега ќе бидам цел претворен во Ethereum во овој случај, ти спек летна нагоре. И сега треба Ethereum да продам на пониска цена, да купам спек на повисока и спек ако падне, значи губам дупло. Ете, тоа е таа impermanent loss кај што сите може да изгуба. Но има неколку финти што може да се направи. Пример, ако излезете од ренџ и ако вака ви е позицијата, пример, вие што може да направите? Ова позиција горнава не ја чепкај, фати ја долната и врати ја толку близко до самата линија, но уште да си out of range, ама да си 1%. И ако падне цената на спек 1% надолу, ти влегуваш во ренџ и почнеш да принташ пари. Тоа е една стратегија. Се викаше заборав како се вика. Како и да. Но другата стратегија што јас ја користам е одам во ренџ, ама одам толку многу малку, вака. 1% до 2%, 3% одам во ренџ. Зошто? Затоа што ќе треба да продам Ethereum само 5-6% од самиот пул. Значи, мојата експек ако појди надолу, супер, јас сум веќе во ренџ тука и почнувам да принтам пари. Ако појди пак нагоре, ќе го остам, ќе почекам ден-два, ако гледам дека лета нагоре, ќе излезам од пул скроз. Оти ако се врат, ако сакам да појдам пак во цел ренџ, што многу луѓе тука го враќа, јас за да појдам во 20% пак од ова страна да сум во ренџ, јас треба да продам 30% од Ethereum на пониска цена и да купам спек на повисока цена. Ете, ти тука губиш. Значи пак ова ќе го повторам, кога ќе правите ребаланс, или ова снагал ефект се вика. Или појдете многу близко до таа жолта линија да сте уште out of range за 1-2%, кога ќе падне спек надолу 1% да влезете во ренџ и да почнете да правите пари, или појдете како ја што правам, само толку многу малку да сте во ренџ, минус 1 или минус 2%, само за да изгубите таму 5% од Ethereum што треба да купите спек на повисока цена, што не е ништо лошо. Океј, ама почнувате фи да правите уште одма. Ете, тоа е за yield farming, многу битни работи што ви објаснив. Добро, сега. Се кажав, последното го кажувам, јас сум завршен. Да, од ова цена повторив. Мислам само да повторам, можете секогаш да ставите екстра пари, гледайте овде, increase liquidity, одиш, ставаш повеќе пари, 0.01, си одам, си правам зап, ставам повеќе пари. Сакате да извадите пари? Да бе, нема проблем. Remove liquidity. Одите 25% remove, 50, скоро се излезете, се вадите надвор. Просто едноставно, нон-стоп, парите ваши се на ваша ликвидни, течни пари, ликвид пари. Ете така.
Добро, се надевам разбирате тука, овие се многу битни работи, ги изгледате видео 50 пати. Ај сега да одиме 5 минути само да и охрижанец може да преземеш кормило. Еве сега ќе ви дам дата за рендер. Гледайте колку интересно. Рендер одам. Рендер влегов на 11 јуни и кога беше цената $8. $8, колку е денеска рендер? $9. На 11 јуни јас во рендер влегов со $7,000, ама средно имам околу $3,000 од ги извадов. Гледајте сега. Тука сум влезен од 186 дена. Ова ти е информација кој што никој нема да ви ја дај. Никој нема да ви дај од 180 дена дејта. Ова е информација, податоци, ви ги давам лично вас. Значи ова е многу ретко некој да ви го покаже, да ви го сподели. Јас сакам да помогнам на многу повеќе од вас да почнете да принтате пари. И гледате се колку е интересно. Рендер влегов со Solana на Solana Chain. Значи пак за Solana Chain користиме Phantom Wallet, тој е тука. Ова е Phantom Wallet. Што е многу добар. И сега, влегов тука и гледайте што се случува. 180 дена. Имам $3,300, после 180 дена имам $3,400. Значи јас сум танте за танте. Така? Но, во тој период јас извадов колку пишува тука? $2,270 од фи. Значи јас колку сум напред? Со цена малку што е нагоре и фи сум 73% нагоре од мојата цена. Сега тука да, малку помогна што влегов со 7,000, па после пред 6 месеци, па после 7 месец извадов назва пари. Еве тука после месец и пол. И гледате се што е интересно. Влегов тука и гледате како се служа, гледате се како што е ценава. Одма падна $400 нагоре, минус 200, минус 300. Значи, мене портфолиото ми одеше надолу. Леле, реков што се случи. Зошто? Ами рендер одеше надолу од јуни, пред една година кога ќе појдам тука кога беше мај-јуни, одеше надолу до $4. Ама јас цело време правев шат пат ребаланс, за жал морав да направам сигурно 10 пати ребаланс. И сега ценава, гледайте, значи еве ова за жал нема вака, нели да видиме линии, ама како да ви кажам, инвестирав тука, оди надолу, гледайте тука, овде минус 1900 извадов пари, се изнервирав, па иđеш инвестирав во нешто друго. Минус 190, минус 200, минус 300, минус 500, минус 800. Ме отепа овде. Значи од 7,000 извадов, колку бев? Значи од 4,750 јас паднав до 3,000 и до $3,000 дојдов. Срцето ме болеше. Ама што се случи после тоа? Си чекав, не продадов ништо. Тоа е битно да не продаваш кој ќе си на загуба ако веруваш во токено. Јас појдов од 3,000, 3,600, 3,800, 3,800, па долу, па горе, па долу, па горе, тука ве пак извадов, па долу, па горе и на крај гледате тука што се случи пред еден месец и една недела ко победи Трамп. Од почнав плюс 400, плюс 200, плюс 300, плюс 50, плюс 300, плюс 70, плюс 150, минус 200, плюс 100. Еве вчера бев пред 4 дена минус 200, денеска плюс 115. Гледате, значи цената оди горе-долу. Горе-долу. Значи еве, средно влезени со 3,300, после 180 дена имам пак 3,300. Значи рачунев сум влегол со толку пари, пак ќе имав толку пари, ако ги чував настрана. Оти сум влегол горе-долу на $8. А тука имам 2,270 повеќе. Ама не заборавајте, тие пари јас што ги вадев, ова е рендер и Solana. Јас рендер не го продавав. Значи јас цел овој пат рендер од овие, овде цело време фарминг му правам на $4, $5, $6, $7. Јас го чувам. И го чувам и тој рендер е повеќе во профит. Оти овај овде во ова што го имам за портфолио тракер што ми е, ти го смета кога ќе правам клейм, го смета на таја цена тогаш. Значи овој го сметаше на цената кој е $5, $6. Значи јас не сум 2270. Јас сум горе-долу според мојата пресметка плюс $400 плюс $500. Значи сум горе-долу околу 3000 екстра. Значи јас имам дуплирано. Океј, одиме понатаму. Не сите се екстра позиции. Одиме понатаму. Еве спек, еве го да ви кажам спек. Колку добро. Age, старост, 134 дена. Влезени $1134. Спек ме болеше многу. Многу ме болеше спек, оти многу изгубив, оти падна многу долу. Влегов на имам ли запишано спек? Да, влегов на околу $6-7, влегов, падна докај, не, $7-8, падна 50 на 100 нешто, така 7-8 влегов, падна 40-50 на 100, леле реков што направи, нешто правов, нешто изгубив, прекладов, правев, и сликата цела е од $1,300, а јас за 134 дена сега имам 1,350, од цената појде нагоре. Еј! Само да напоменам, значи, сушност половите што ви ги покажи Филип, мислам, сигурно Филип ги има доста истражено, да знаете дека овие токени, значи не се случајно одбрани, ради што име добар APR или добар волумен, туку сушност име некоја иднина,
и сметаме дека во наредниве 6-7 година ќе ги имат. Значи немојте да влегвите во пулој кои што се ризични. Значи спек е ризичен, ама знаеме дека има тенина, пошто ако го истражите вие самиот токен, ќе видите дека има добра токеномија, исто така и AI токене. Да не навлегувам многу, после ќе разговарам, извинете. Да. Сакав да напоменам. Важи, нема проблем. Да. Значи тоа е за спек, накратко да појдам што имам другов, имам позиција Pendle. Pendle со Ethereum овај е нешто што не го играв многу добро. H243 дена сум натре, минус 60% ми е пулов. Влегов со 2800, малку имав повеќе пари ставено, околу 5000, ама извадов. И гледаш, значи Pendle е многу добар се во ред. Ама кога влегов јас во Pendle, влегов во Pendle со на $7. А денеска Pendle е 6.5, нема ни $7. Значи многу боли кога ќе одиш надолу. Но кога ќе ја разбереш играта дека е DeFi како бизнис, јас од 2800 сега сум на 1090. Оти правев многу ребаланс и изгубив многу изгубив impermanent loss. И сега Pendle да појде до $7, менова ќе ми стане 1200-1300, ама нема појќе да појде. Гледајте са што е интересното. Но во меѓувреме во овие 243 дена, јас добив $1500 профит. Јас сум минус 8% пак. Ама ова е од многу што правев impermanent loss што имав. Заради тоа што тогаш се учев, не знаев како се игра, рейндж не ми беше многу добар, ама и не заборавај, од $7 падна на 50-60%, мене рейнджот ми беше на 10-15% горе-долу. Како и да е, но има и вакви случаи. Ама еве, иако го држев, имам пак горе сум на 0 и сум среќен. И не заборавајте, овие 1500-700 се Pendle што си ги држам на страна. Значи во цело време овако мене ми даваше Pendle, во овој овде период од овие неколку месеци што се, јас си го чувам. Сега друго нешто, да кажам, немој да се мислите дека ви продавам тука нешто. Ништо не продавам. Јас не добивам од тоа ништо, туку вие добивате. Да знаете многу луѓе, оти ти вака, оти така. Не добивам ништо, просто ти кажувам. Мислам да сакам да споделам. Последен пул заборавам, DeepSui ова експлодира, 1000 да инвестирав тука, само пред 54 дена, Deep е баш излезе добар, ама гледајте колку интересно. Влегов тука со $1070 инвестирав. Од $1070, што се случи? Само по неколку дена дојдов до $700. Бев минус 30% за 3 дена. За 3 дена падна сестрина токенот. И леле реков што се случи. Толку имаше хајп, направив ресерч, мислев е добар, ама нешто викам ќе го оставам. И што се случи? Од $700 стигна до 1250. Од 1250 падна долу до 850. Јаве го сега вчера експлодира, ево пред 4 сати, експлодира до $1500 мене ми е пул. Во меѓувреме си направив $266. Тоа ти е по 10% APR. Не е многу, ама тоа е премногу. Башка што добив на токен, башка што добив на цена. Ете, тоа е пасивен приход. Нодој. Значи yield farming. Сега ќе каже Охриџанецот за borrowing lending малку 10 минути. И ќе завршиме и правам исто long low leverage, тоа е за друга тема и тоа е доста интересно, е тоа со 3x таму 4x некои глупости што ги играм, го експериментирам, затоа неќам ништо да кажам. Од првин треба да се изгорам јас, да можам да ви кажам. Тоа е тоа, се кажав од мене, се надевам дека научивте, се надевам дека имате прашања. Да, за Bridgeway, само на Swapodi има Bridgeway, еве ти некој сподели Bridge, јас го користам за Bridge, го користам, сега одма ќе ви кажам кој го користам. За Bridge го користев, сега ќе ви кажам одма, чекај, сега. Нодој разно Охриџанец, може да почнеш ако сакаш да зборуваш. ChainSwap беше за Bridge. Да, ChainSwap, не, ќе сгрешав, извини. Заборев кој го користам за Bridge, не користам еве го. ChangeNow го користам за Bridge. Јас лично користам ChangeNow и секој феноменално работи. Кога и да праќате пари, пратете по први $3-4. После другите пратете ги да знаете дека повторете постапката да знаете дека се ворете. Ако праќате повеќе пари, пратете ако треба на по 5 пати. Океј, оди слободно, споделувај што сакаш, сподели го екран ако сакаш. Се слушаме, прво да љубоме слушате, пошто реално на лаптопов микрофонов сум, така да се надевам. Да, се слушаш, јас го иставив ова. Оди слободно, зборувај, 10 на 15 минути, накратко како може да кажеш, оти да не му ја тупиме многу, ти ќе ги споделиме луѓе. Само сакав. Ќе направиме јас и ти видео за овие точно работи, ја ти кажам, ти заслужува цело видео. Че го гледате валјда екранов, да, го гледате. Да. Во ред, само сакав накратко, значи јас као ја правам техничка анализа, значи support и resistance кој што си цртате, само за поедноставно не користам. Извини, само да кажам, многу битна работа, повеќе ништо не спомнувам. Ако сака некој да почне да учи,
стрикно изгледајте ги моите видеа, ве молам, имам крипто како бизнес 1, 2, 3 делој и појдете на Crypto Lab Research, една најдобрата група има за без пари, значи е со пари, има дел, ама одете на без пари, има бесплатен дел, кај што имате екстремно многу материјал за учење. Тоа е на англиски, Crypto Yield Farming, најдобрата група што постои таму е, мислам, топ, да се заслужува се плати, групирајте се, учете заедно, помагајте си, оти добро е да се споделите, многу работа на повеќе луѓе, работи тоа полесно, толку извини. Нема згајде, да. Значи, дечки, да, за група ова ви гарантирам и јас, пошто сум дел од групата веќе некое време. Криптофилм ја препорачам, ама ајде да не губиме многу време, значи првично што направив, обични свеки имате, за полесно да цртам support и resistance, сакам да ги користам вака ова со линии. Од индикатори ова ќе го фатам сега за брзо, само да ве објаснам нешто околу, значи support и resistance, како ги одредбам ренџојве, што е impermanent loss и мојава тактика, мислам тактика или стратегија како сакате наречете ја, што ја применувам на Solana со lending и borrowing, како моите вие сушност спот торби веше ги чувате, сега конкретно сушност моите само Ethereum, Solana, Sui и мислам нека и Phantom и Bitcoin нормално, да ги ставате нови лент борој, како можете да ги искористите за сушност повеќе пари да направите, ама истовремено мора да ви потенцирам дека имате голем ризик со тоа. Чајте само да уклучам на другиот екран на чатов. Не ни можам да уклучам. Можем, добро, супер. Значи, support и resistance, предпоставам сите сте запознаени, доколку не сте запознаени, го имате криптогемиџија, дечкото ги има најобјаснато тие работи. Значи, прво се одредам support и resistance и второ, значи што сакам да гледам, ова е на така накратко само да ве објаснам почетнички како ги гледам јас, како ги поставам моје ренџој, дополнително, значи доколку знаете понапредна техничка анализа и сметате дека може да примените дополнително некои работи, слободно. Значи јас користам ATR Bands, само секунда. Значи ATR Bands, индикаторов, овдека може да го најдете, нема потреба од премиум или останато, бесплатен индикаторов. Сетинзиве за самиот индикатор ми се 21 за ATR period, Band Scale Factor 2 и Take Profit Scale Factor 2. Што тие ви означува, значи ви дават на самиот чарт до која цена од прилика во последниве 21 ден, во случајов пошто гледаме на 20 на daily chart и периодов го имаме ставено 21, ево пишете setting is used in the raw ATR value calculation. Сушност овдека му даваме на самиот индикатор да земи цената на последните 20 дена и колку волатилност имал. Во случајов овде може да се одредите вие слободно некој рейндж од доколку влезите овдека, значи новаа цена, може да ставите долу 20% и оценава догоре уште 20. Значи некоја 20-20 ви покажа како се прето, значи извините ова е Ethereum. Дополнително што сакам да ви покажам, служете се со алатки кои што може да ви овозможат да најдете пулој. Значи една од алатките што ќе покажа Фил е оваа Кристал. Други алатки, сега ќе ви пуштам линк, значи ја што сакам многу да ја користам е APY Atlas. Се користи APY Atlas, значи тоа е без пари алатка. И нова алатка, всушност, вие може да си наоѓате пулој, например, можеме овдека да напишеме спек, стегам филтер, се надевам сега ќе работа, некој па не работат сама алатка. Можно е, спек, филтер. И си добивам сега, всушност пулов, овдека го добивам, на кој чейн е и на кој протокол. Во случајов на овој пулов се што гледаме е на друг протокол. Има некој estimation 460% APR на сите луѓе кои што нудат ликвидност во самиот овој базен. Имаме liquidity, волумен. Значи гледаме дека имат 1 милион TVL, 4 пати поќе волумен. Што значи 4,21, дури е доста подобар од пулот што ви го покажа Фил. Друго што сега да ви покажам уште една алатка, значи накратко, доколку имате прашања за оваа алатка, слободно пишете ми, ќе ви објаснам. Многу лесно се користите овие алатки, значи и Кристал и Вифат се многу слични, значи на аеродром јас сакам да се служам со Вифат. Значи на Вифат може да ставате пулој кои што се наоѓаат на аеродром, односно на бейс. Имате исто така и велодром, имате подршка и за други, ако имате прашање, значи да не го должам многу, пошто веќе сати посме тука. Прво дали ме слушате, пошто никој ништо не зборви, само или кимнити криптофил или некој нека каже нешто. Јас се слушам. Готово. Значи, можеме да видиме со 20-20, рейнџов што го имаме поставено, 600% APR. Сега, 600% е премногу, значи тоа е скоро 2% во денот. Мора да ви кажам нешто кај што
ова 20% доколку паднит спек спрема Етериум, во случајот ова го имам воземено спек спрема Етериум. 20% ако паднит спек спрема Етериум, вие 20% од вредноста на пулот ќе ја изгубите. Не околу 20%, значи има тука некој арбитраж кој што се пресметуваат, ама од прилика 10 до 15% ќе ги изгубите, што е премногу. Што да речеме вие, доколку сте во рейндж и седите во рейндж една недела и после да речеме една недела овдека се движи самиот пул цело време, овде се движи пулов, супер, една недела помина, пулов паѓат 20 или 30% доколку паднит, 30% ќе изгубите. Значи, кога ќе дојде до самава долна граница, ќе ве конвертират фул во спектрал, односно, извините, ќе падне душе 10%, вие ќе изгубите 30% од пулот. Што значи, самава волатилност на пулов е огромна, затоа имаме околу многу APR, ради што многу брзо варираат пулов, има доста многу волумен и луѓето многу често излегуваат out of range. Затоа имате примамлив APR на самиве вакви пулови, кај што самиве токени се многу волатилни. И затоа вие треба да си пресметате дали вреди ризикот, вие да го држите овај пул долго време, зашто 30% вие ќе ви треба во случај овде ако земате 600%, ама ајде да речеме реално 1% би земале. 30% вас ќе ви треба еден месец, а спектрал знај тоа да го направите, ево една свеќе имаме од 22%. Значи тоа дека има свеќе од 20%. Значи да треба се свесни за волатилноста на пулот. Нема да навлегувам сега многу околу ова, ако имате прашања. Значи ATR bands, служете се, support resistance, цртајте со самиве линии, пошто е многу полесно, барем ова е од мое лично искуство. И наредно што сакав да ви покажам е што овде имате индикатор што се викат historical volatility. Волатилност нема да навлегувам многу што е, ама всушност колку се движите еден одреден токен горе-долу. Ке веме сакам да појдам само до Етериум и да видите Етериум моментално имат околу, мислам дека во последниве да речеме последнава година имат околу 60 до 70 historical volatility, односно волатилност така. Не знам точно како се пресметват, ама само сакам да ви покажам како можете да испоредвите. Ако земам спектрал, односно извините, само да најдам кај беше. Спектрал имат 180, значи сега ево да земе некоја средина, имат 150, скоро дупло од Етериум. Кога играте со корелирани парови како спектри и Етериум, треба да запасите истовремено како се движат самиве, значи колку се волатилни, дали едниот волатилноста дали на едниот, во случај на Етериум се совпаѓаат со спектре или е многу поголема, значи во случајов спектрал е цело време спектре, викам туку всушност спектрал е. Спектрал има многу поголема волатилност, така да треба да сте внимателни кога ги ставате самиве ренџови, ради што од еден случај може спектре да му прави outperform на Етериум многу, ама ако што видовме во понеделникот, знаете Етериум да пани 5%, а спектрал да рокнит од врв до дно 45%. Значи тоа е 45% во 10 дена. Значи вие во 10 дена може 45% од вредноста на пулов да изгубите. Значи мора да сте свесни за ова. Значи убое, значи да сте во поризични пулови, кога имаме некој, сега во случајот сме во бул маркет, ама кога имаме некој булиш тренд, ево цело време овдека, гледате шуба френч ова, овде да го држевте спектрал, едно 50% ренч, ќе се скинивте од фис, а тие што држат ходол, што прават спот, овдека ништо не ге добиле. Ама во случај овдека кај што веќе почви самава цена на токенов да се движи, треба малце по-конзервативни да сте со самиве пулови. Некој прашање околу ова, ако имате, ако немате, може да продолжиме. Само да спомнам накратко, ко кажа Преска дека ако падне 20% тие ќе изгубите од пулот, да, ама спореди го и да го држиш токено, ако падне 20% ти си 20% надолу. Ако го држиш пулот, ќе паднеш 20% на пулот, но тука многу зависи, може да паднеш помалку ако Етериум држи или ако крени Етериум обратно. Така да тука може да добиеш. Да. Значи, во секој случај треба ви да направите комбинација кај што и yield farm правите, и имате спот торби кои што така сите имаме, претпоставувам, пошто сме дел од групава, само сега сакаме да научиме yield farm. Поентава што е, што сега што спомна, извинете, значи spec USDT. Значи вака сакам, аве не вет туку Ethereum. Извинете секунда. Значи што е исто така многу битно, кај што доколку држите само
спек како торба, како асет да одржите, тој овдека во пулов помалце пари ќе изгубите ако Етериум се држи. Ама пак мора да напоменам, кога ќе правите ребаланс, одново ги купвите самиве токени. Сега ќе објаснам само прво до impermanent loss да стигнеме. Значи, што е impermanent loss? На ChatGPT го прашав да дај неколку сценарија. Значи, користете од ChatGPT за DeFi е господ. Значи, многу знаат. Исто така, ако се служите од ChatGPT има посебен модел што се користи за крипто. Ќе ви пуштам линк. Значи, еден пример од impermanent loss, извините. Значи, ако имате пул кој што е вредност од $4,000, од кој што е $2,000 во Ethereum и $2,000 во USDT. Значи, примеров што би го даде до сега Фил беше со Render Solana. Значи, имаме тука парој кој што двава се волатилниот стейблкоин, така знаеме $1 цело време држи. И всушност вие кога ќе влезете во самиот пул, ево пример, Ethereum, USDC го имаме. Ethereum USDC, доколку имам некој рендж вака, 29%, 43%, не викам дека ваков рендж би поставил, туку ова е само пример, ќе имам некоја дистрибуција на самиве токени, кај што имам 50% Ethereum, 50% USDC, не е 50%, ама може замислите дека по 2000 имат. Сега, во случајов на, доколку држите вие Ethereum, $2,000 Ethereum само како спот, и ако Ethereum крени $3,000, значи, сушност, вас во пулоиве имате некој арбитраж трейд, кај што вие сушност Ethereum што го имате, го конвертирате во USDT, односно Ethereum што го држите се продават во USDT. Ова доста добро ви го имате објаснато Фил. Само сакам да ви кажам дека impermanent loss, значи се добиват и нагоре кога ќе креват и надолу. Значи зависно од какви пари имате. Во случај на стейблкоин impermanent loss е многу поголем. Ради што кој што кревате Ethereum во случајов, ако крени до 4000, јас имам поставено до 4000 да крени, јас веќе на Ethereum кога е 4000, ќе сум целосно конвертиран во USDC. Што значи, кој што креват, ако сум 50-50, веќе на, ако е 2000 Ethereum, на 3000 јас би бил 75-25, значи 75% стейблкоин, 25% Ethereum. Значи DCA цело време нагоре прави, односно продават, конвертираат од Ethereum во стейблкоин. Значи ти имаме, ако $4,000 Ethereum во моментот кренит 3000, јас би требало да имам, значи, $5,000, ама јас имам 4,898, значи тоа е некоја проста математика што е направена, ама ако имавте само еден Ethereum, тоа ќе имавте $5,000. Јасно ви ова, дечки? Значи, само во ова, што ви го објаснам, најчесто со практика ќе осватите, пошто математикава многу зависи од пулот во кој што се наоѓате, на менувачницата на која што се наоѓате и нормално така колку имат волумен TVL и се останато. Сега, да не тупам многу за овие работи, сам да преминам на тоа што всушност се содржам презентација. Лендинг и borrowing, само секунда. Што е сега лендинг? Позајмување и зајмица, значи тие ви се основни функции во DeFi, кои што ви овозможуваат на самиве корисници да позајмувате или да давате зајмица на криптовалути без посредници, значи ко банки. Значи процеси во овие ви се управуваат всушност со смарт контрактс, кои што ги има на одредени блокчейн мрежи, во случајов Solana, и овие, значи, всушност смарт контрактс ви гарантира транспарентност, автоматизација и некоја сигурност. И како функционираат, значи ти како корисник на одреден протокол за позајмување, јас го користам Камино, што е конкретно за Solana, ќе ви објаснам сега како всушност ги правам работиве. Протоколов, всушност, ти кога ги депонираш овие криптовалути, значи тие си го стави во некој liquidity pool или протокол за позајмување. Ги имате Aave, Compound, MakerDAO, Камино, значи има многу и се доста корисни. Овие пари вие што ги ставате, всушност му дозволувате на протоколов да ги позајмуваат овие средства на луѓе кои што позајмуваат, да речеме, вие ако ставате Solana, му дозволувате на протоколов на некој друг да позајми Solana. За возврат, вие си добивате некоја камата. Каматава е смешна, ама кога ќе споредите, ево, на Камино, каматава на Solana, доколку ставате Solana е 8,7% годишно, и то APY, кога ќе видите, тоа е всушност околу 5 до 6%. Ако позајмвите спрема Solana-та, тогаш треба да плаќате камата од 11%. Значи, тоа е колатерал. Сега, тоа е за позајмицата, да се имаме за зајмување или
па да, заемување всушност. Кај заемувањево ние даваме колатерал. Во случајов Solana, значи ќе се фокусира на Solana, моите и на Bitcoin и на Ethereum, моите и на други, и на Sui исто така, многу луѓе прават позајмица, мора да потенцирам, кога ќе правите позајмица, постојт, значи ризик кај што може да сте ликвидирани, да ги изгубите сите пари. Sui е доста волатилен асет, ево кога падна понеделникот, падна околу 20%, мислам, може да не падна толку, ама замислите, може да ви ликвидират со 30% пат многу лесно, а биткоин мрна 5%. Значи, биткоин, етериум и Solana јас само ги позајмувам. Сега, што е поентава на зајмување? Значи, може да користите левридж за тргување или инвестирање и си задржвите собственоста на, значи, на иницијалниве средства. Имате пристап до ликвидност, може да ги добиете средства во, овдека ќе ви покажам сега како, во различни криптовалути, ама имаме стратегија кај што доколку снабдивите вие нешто, треба стеблкоин да позајмувате, ради што? Ќе ви објаснам сега зошто. Некој прашање околу ова? Ќе видам, не го читам чатот добро. Немаме ништо. Океј. Исто така и овие каматни стапки се одредуваат според колку имат на пазар, значи Solana или стеблкоин и обратно. Значи пред една недела ова беше 40% скоро, ради што сите праја позајмица на USDC, ама ево се ресетира пошто понеделникот имавме огромен дам. Кои се ризиците на овие? Значи ризикот е сте изложени на смарт контракт. Значи доколку Камино утре ги хакнет, може да изгубите средствата. Волатилност, значи доколку има некоја драстична промена на Solana, може да ве доведе до ликвидација на самиот колатерал. Значи тие се два ризици, друго е, значи да ви ухакнет вашиот волет, што ви го објасна всушност Фил. Дали окей се до сега? Накратко да ви објаснам јас сега каква стратегија имам за све што сакам направам во DeFi, јас сега нацртам вака, не ова е само еден пример што ги имам нацртано за Solana, имам и за Moonwell, и за Base, и за Ethereum, и исто така и за Optimism што правам. Значи, јас правам лендинг на Solana на Камино. На таа Solana јас земам позајмица стеблкоин. Позајмицата, да речеме, ако имате вие $1000 во Solana, или во случајов 4,5 Solana, мислам дека ида, вие можете спрема таа Solana да позајмите USDC. Ако одам овдека на Камино, можам да видам дека има нешто овдека LTV, Loan to Value Ratio се вика тоа. Всушност, вие доколку стајте $1000 на Solana, вие може максимално да позајмите 75% во вредност на таа Solana, односно $750. Јасно е ова? Никој ништо не пише, не знам дали се заинтересира. Да, јасно. Ако имате прашања или нешто, ако не ви јасно, кажете дечки, пошто сега помин ви тој разговор, па после тоа некој Стеф пише. Ќе каже можда нешто. Можда само 5 души треба, друго тешко. Немаат гајле, значи отворен сум на прашања, ќе пишите ако е нешто нејасно и нормално група ве јаме. Ама 6 души се онлайн кој што гледам, така? Чекај да видам колку се. Мене голем проблем е, се извинувам до поштовање до сите. Голем проблем е, јас сум увожен, возам моментално камионџија, сум возим, се слушам, се разбирам, а не сум баш она сконцентриран фул, али ако го има видео, не сам оставено во апдейт во позадина, супер ќе биде за уште едно 2-3 пута на што се ка преслушување, иначе секој час. Извините малце за неактивност вака на војс, бидејќи возам и затоа не сум не сум во можност многу да. Јас да прашам дали е све во ред. Во ред. Значи да, супер се. да знаеш. Мола? Има 30 луѓе, така да ниту едно прав. Значи све ви е јасно, ко на школа. Кој све е јасно е. Само продолжи да завршиме. Значи, всушност вие можете да направите позајми за 85%. Сега, дали во видео се снимат за да може да ги прегледаме подоцна. Па препоставувам дека се сниме, така Филип? Ако се сниме. Да, се снима, се снимано ќе го пуштам са бајле. Некоја груба пресметка, ево че калкулатор ќе отворам, пошто е реално неспремен дојдов за овие работи, ниту пак пари на новчаников имам. Не знам што да прашам, па фер. Значи, $1000 ако имате Solana, вие можете да позајмите $750. Сега,
вие кога ќе ставите Solana, имат $1000. Моментално Solana има цена од $221. Вие реално, мислам, реална позајмица според некои параметри на ризик кои што вие треба да си ги пресметате, значи јас сакам толку и толку. Доколку 75%, јас сакам да држам loan to value ratio 1, значи 1 се вика тоа, или 0,5, извините. 0, што значи тоа 0,5? Јас реков дека 750 можам да позајмам и значи 0,5 loan to value ratio е 375. Зошто сега го правам? Пошто имам овдека liquidation LTV, што значи вредноста на Solana што имам во овој пулов, доколку е $1000, значи $1000 минус, извините, значи $1000 минус овие 375, де што направив, 1000 минус 300, не знам калкулатор да користам, 625. Значи, доколку вие позајмите, вашава вредност тогаш ќе ви е 625. Мислам, не на Соланава, току ќе имате борч од 375 кој што треба да го исплатите. И сега, зашто ова е многу битно? Кој што варира ценава на Solana, значи утре Solana ако крени, не знам, ево да речеме до $300, тоа ќе е 50% да речеме. Вашава вредност ќе е тоаш $1500. Самава позајмица одма ќе ви се зголеми за 0, односно извините, за 0,75, значи $1125 ќе може да позајмите. Сега, што е поентава на оваа стратегија? Поентава е вие, значи тоа што држите, значи конкретно ако држите Solana или Ethereum нешто спот. Јас што сум правил, парите што сум ги земал од пулоиве последниве 6 месеци, сум градел позиции во Ethereum, Solana, Aero и Optimism ги градев. И сите тие ги ставав на лендинг. И сега, всушност што правам е кај што тие овие Ethereum, Solana, мислам конкретно ево Solana ќе земам, земам позајмица на Solana, за да можам јас на некој начин да користам leverage и да правам некој луп на париве. Сега, тој лупот што оправаме, значи земам Solana, значи ја ставам на лендинг, позајмица правам. Значи тако имам овдека $1000, значи $1000 во Solana. Позајмувам, рековме 350 USDC, значи имаме borrow stables. Сега, покрај тоа што очекуваме bull market да има, да се крева ценава на Solana, јас сакам да направим некој cash flow систем. Cash flow системов мене ми е одреден на, значи сигурно ова прашање си го поставува дека што ќе ми е мене да правам yield farming, кој имам спот торбици и немам потреба. Сега гледате што е многу интересно, што треба да сте изложени на две, ради што ви кажа Фил, секој треба да имате dry powder USDC, малце, за да можете да купите всушност секој тип. Ако немате вие take profit таргети за одредени, да речам, токени, или не ви се удрени се уште, значи вие нема да имате земено профит, нема со што да купите, ќе треба така на банка да ги земете. Некој има ти плата солидна, така може да ги може. Ама доколку немате, зошто да не го користите крипто веќе кој што имате вложено да ви носи кешфлоу, за може да купите. Една од позициите што држаме како ladder out asset и го користам GLP. GLP е токен на Jupiter што е сочинет од 44% Solana, 30% stablecoins, 13% Ethereum и 13% Bitcoin. Значи GLP, ево го GLP како изгледа, GLP е муншот од кој излезе самиот токен, цело време креват и да ви кажам, ево, пример ќе земе, понеделникот, кој имавме 1,5 билиони ликвидации, GLP падна 1,7%, 1,58%. Значи токенов не паѓаат, само креват. Сега, што правам јас оваа GLP позиција? Одам на NX Finance, ќе ви пуштам све линкче од ова, од NX Finance. Значи, што можете да правите? Овој GLP токен може да купи, значи, на leverage, може да ставите овека 7x leverage, јас така јам, значи 7x leverage јам, ќе ви дадете некој liquidation price, значи liquidation price може комотно, значи 3.83,
со една хоризонтална линија, што значи имаме мислам дека 12% простор, така нешто. Не сакат да ми нацртат. Па 10%, ако земам од овде. 10%. Значи токенов 10%, ево ако земеме од секој локален врв до дно, ево најлошиот пат да го видиме, 17% е виден, 10%, 6%, 3%, значи токенов е доста стабилен, што држи 30% стейблкоин, да знаете. Така да, на свој ризик. Јас користам 7x Leverage, ама јас секој пат имам настрана пари за DCA и нормално имам алерти. Мене ликвидацијата ми е околу 3.35, така да, за да ми ликвидират мене, треба 20% пани токенов, што мислам дека е многу тешко, ама така, никој па не можеме да знаеме. Од оваа позиција, јас правам ladder out. Под терминов ladder out земам профит и сега, од овој профит што го земам, дел ми ојд во Stables, дел ми ојд, значи тоа не ми е комплетирано, дел ми ојд во Stables, дел ми ојд во Solana. Сега, најубаво е овај, значи кога играте со голем леверидж, со голем ризик, најбрзо што можете take profit да правите. Значи јас имам некој, мислам дека некој мети, веќе имам 2-3 пати земено од самава позиција профит, мислам дека околу на $4 нешто зедов, на овдека сега пред сама капитулација што имав пред неколку дена, и ево ги некои таргети што ги имам. Значи, поентава ми е, со оваја, извините, кај ми ова? Со оваја позиција што имам, да земам профити кои што си креват и да го исплатам долгов што го имам на камино. А истовремено Солана да не си ја чепкам, се дур не дојд Солана, значи зедов некој дел профит овдека од all time high, ама си имам некој мети на Солана кај што па ги имам избришано, за жал. Значи ти имам некој мети околу $300, 400, така 500, да земам профит и истовремено кој што земам профит да го исплаќам. Значи, најбитното што сакате е да го исплатите ова за овие последно позиции да ви се без пари. Немате некоја позајмица, немате никаква камата, туку овие позиции може да рече на небо ви паднале, сами си се исплатиле, пошто правите леверидж користите. Сега, дел прави ladder out прам, кој исплаќам, доколку имам, значи најчесто и овие ги користам. Гледате 33% од самиве пулови. Ladder out, други ми одат во Stables, во Bull Run Back ми е спот, торбицава што си ја чувам за bull marketов што идат. И овие Stables ги користам само кога имаме дип. Ова веќе ми е доста успешна, значи тоа стратегија имам скоро, мислам дека 2 месеци ја прам, 3, и овај JLP со 7x leverage сум кренат едно 200% скоро. И на сетото, што е интересно, на овај JLP, вие земате некој APR. Значи таму ова е компаундинг, не земате cash flow, туку физ што ги земате од држење на JLP токенов, ви правит компаундинг, односно ви се додават на самава позиција. Дали имаме прашања за JLP? Ништо не ви е јасно, појма немаме што збориш, немаме прашања. Немаме. Добро, одлично, продолжуваме. Значи, ова ви е чиста леверидж позиција што на која што мислам моите многу добри пари да направите, ради што доста е речам, не е многу волатилен JLP, ама истовремено, значи тоа не е финансиски совет, мора да ви потенцирам, ова е јас што го правам, само ви кажувам. Наредно, наредно, Орка, значи јас Орка си го користам за пулој, моментов за нешто мислам не е многу јасно, барем за мене. Добро, ќе дојде со време све, ќе се објасниме, значи многу кратко, немаме многу време, ама разбирам. Тоа е. Јас програмирање предавам, можам да разберам, мислам, колку не ви е јасно. Без разлика. Значи, само сакам да ви објаснам стратегија, па после ISO-фил некоја соработка ќе направиме, ќе ви ги објасниме овие работи, пошто истовремено ISO-фил нема врска. Значи, ќе направиме уживај за денеска дадовме многу информации, нечам нели ова беше да, пробајте, не да преслушате, пробајте. Значи, анализис, парализис, џабе ги правите работи, ако не пробате, можете 30 пати да огледате видео и пак да не ви е јасно. Пробајте, изгубите $5 и јасно ќе ви е после тоа. Изгубите 10. Значи, дур не се изгорите, кој што рече Фил, дур не се изгорам, јас не ви кажам. Лека по лека, значи, едно по едно правите ги работиве. Битно да ви се овие информации достапни за кога сакате да пробате, да можете да се навратите на ова. Значи,
Наредно шо правам? На Орка. Не знам дали Орка имат опфатено фил, пошто 5000 видеа имат иставено човеков. Имам, Така да- имам едно видео за Орка фатено, и имам за Phantom Wallet, да, за Solana. Значи, на Орка јас имам 3 пулои, односно појќе пулоија. Појќе пулоија, овдека Jupiter Sol, Sol USDC и JLP Sol. Значи, кога играм јас со leverage, сакам јас да играм на пулои кои што се многу стабилни, значи Jupiter Sol, Sol USDC, кај што неа многу волатилност. Еда што ако губите impermanent loss на овие пулои, а имате и по зајмица, истовремено и Solana паѓат, ќе се наоѓате во ситуација кај што сте пред ликвидација или пак губите пари кои што ќе ви треба долго време да ги вратите. Имам и други пулои, мислам дека во не мислам, туку во Fartcoin су влезен. Сега, што е интересно Fartcoin? Fartcoin дава 10% деневно. То ви е, како видат фил, 36.000% APR. Така, 3600, да. 3600% APR дават. Ама Fartcoin, да ја покажам чартов, Пардеш коин, не ми се верите. Посмешен коин, јас немам видео. Fartcoin имат волатилност од 360, дури овдека имат 500 има, значи 6 пати повеќе од Ethereum. Така да може да замислите колку можете да кркате овдека impermanent loss. Значи, доколку сте влегле овде во некој ренч на Fartcoin, да речем овде да си влегол на 50% нагоре и ајде бе, не се да црта тоа. И 50% надолу, овдека 50% надолу ќе бевте. Така да внимателно, не бркајте APR, бркајте стабилен кешфлоу приход. Стабилен, значи на Ethereum USDC можете да земате по 360% APR на 10 со 10 ренч. А Ethereum е доста стабилен. Наредно се наврата, значи кијам Jupiter Sol, Sol USDC и JLP Sol, значи Sol. Прво Sol USDC како му е да најме, прв е во волумен, значи стандард, ево Sol USDC, јас конкретно го користам. Како ги ставам, значи ви реков, пак ќе се навратиме, моите ATR bands, истите сетинзи се, ама ќе го штрапнам. Добро, ево, доколку влезите овдека, имате сапорт, ево, дури јас вака ви направил 7% со 12%, моите овдека, си местите, значи тео 10 ке стан, 7% со 12%, ќе ви дава 0,2% дневно и 6% месечно на Solana. Па реално, значи так сакате малце појќе, моите овдека -5 со плюс 8, 0,3%. Значи, ова е за викенд, само да напоменам, ова е за викенд. Викенд е, нема волумен, слабо се движат цениве, најверојатно овој пулов, јас сум веќе влезен, скоро 0,7% ми носи последниве 3 месеци. Со оглед на тоа што пред 2-3 недели Solana ми принташе по 4% во денот. Ама кај stablecoin, ако имате ваков ренч -5 со плюс 8%, ваков дамп од 12% ма ќе ви стаи во ренч, ама гледате, најчесто треба да чекате, ако излезете од ренч, чекајте ден-два, за да ви се вратите. Ево, еден ден сте out of range, вториот сте веќе влезени. Ако влезете овдека, да речеме, со 10%, со 10%, цело време во ренч ке сте во последниве 20 дена, а Solana ништо не направила. Освен ако тредате овдека short-long да ги фајкате овие локалниве врвој, нема да можете да направите пари, толку ќе чекате Solana до одреден степен да дојде за да продајте. Со cashflow, вие на 23 дена по 0,5%, то ви се 10%. Со $1000 и $100 ви се тоа. Во USDC то, значи не ви се во некој асет заробени, туку во USDC веќе готов профит, си чекате дамп да дај ваков кој што даде Solana за да си купите. Jupiter Sol Ќе мора да подзавршиме, оти сум да, готово. Значи накратко шопрам, земам профит, ја појачвам позицијава на Solana и кога ќе дојде, значи тоа е зависно, значи тоа е условно. Значи increase loan and borrow more while JP pays off borrows because of high leverage. Значи лонов го зголемам, појќе стеблс ги појачвам полоеве. И цело време гледате кој круг си одете овие. Цело време лупинг правите. Се зголем вид Solana-ва, поголем кешфлоу имам, го земам профитов, на дамп го ставам и пак и цело време. Кога ги ми джија на што купвит, кога имаме корекција, јас овај кешфлоу што го правам систем што го имам, исто и ја скупвам. Истовремено, кога ќе купам, си ставам во одреден дел во Solana, одреден дел што ми се од профитиви што ги земам од полоеве во стебл што ми се си купувам асет
асети Хелсинки си купи Phantom. Јас купувам, не знам, Ethereum, Optimism, Aerodrome и останато. Не знам, мислам дека да не ја тупам уште толку, можда е најубаво да си направиме некој видео во иднина, па да се дообјасне некои работи. Ако имате прашања, сега прашајте, дуре крај. Дали нешто пак треба да се потенцират или пак да се дообјасни. Ако немате, да сте Да, и здрави. јас мислам, ќе направиме на подетално видео за ова, ќе седниме, може ќе направиме да видиме што е друго. Може другиот викенд да седниме еден сат, јас и ти да направиме и да ги од имене веќе ова ми стана доста јасно последниве неколку дена, нели ти ми со Ама од проба. Са тоа morate да пробате. Ама да бе заров $30 експериментирав напред назад. Добро, ајде да не ја тупиме, да завршиме, доволно е. Веќе 2 сати, јас никош во живото сум не малку долго. Уште еднаш, дечки, благодарам многу што ми помогна иначе. И благодарам на сите кои што сте тука. Ако имате прашање, прашајте во групава, јас мислам да избришам групава, ама ајде ќе ја задржам, нека си стои вака од време на време, че имаме видеа, че имаме AMA, и ќе пуштам некои пулои кои ќе најдам со добар APR и доста интересни, ќе ги споделувам тука за може ако сака некој да се експериментира. Значи најубаво е влезете ако сте нови, експериментирајте со по $5-10 таму да видите што е, како е и видете си сплаќа, не си сплаќа, работи, не работи, ама да ви кажам, влезете во на група на UIG групата, има платен, има околу 2000 луѓе што плаќа по $100 на месец, има уште колку се 2-3000 што се без пари, нели? Така да мислам yield farming е прекрасно нешто што треба да се експериментира. Добро, благодарам на сите уште еднаш. Да се зачените ви слободно, дечки, мислам, доколку сметате дека има нешто плюс да научите и дека сакате да сте воведени во групи. Значи, тоа ви е група кај што имат луѓе што се доста образовани околу ова, со години се, значи јас се фил исто имам учено од овие. Име доста добри ментори, доста добри курсови, акселератори имат fast track програма, еден на еден состаноци, ама мислам тоа последователно. Не, да, тоа е доста комплицирано. Јас има неколку македонци што се многу веќе комуницирам секој ден и му викам слушај, тие во група работа што е многу паметно, се споделува, нели, еден се фокусира на Base, еден на BNB, че ни си бара пуло и си работа и са вика ќе влеземе во UIG, двајца, тројца, ќе си сподела меѓу нив membership, оти ти нонстоп се заедно и си работа заедно, разбираш? И тоа е дел, и тоа е еден. Како и да не зборуваме за тоа потом. Уште еднаш благодарам на сите, благодарам и тебе и поздрав до сите, па се слушаме до наредното видео.